Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Уште едно издание, Јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Длабоко се извинувам што малку доцниме со терминот. Овдека сепак не е непознат овој термин за гледачите на Јаде Бурек. Порано и идевме од 22:30. Сега малку доцневме поради технички причини и се надевам дека ќе имате разбирање. Гостин вечерва во студиото е градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски. Господин Трајановски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, Јанко, добро недовме. Откај да почнам, човече? Се подготувам цело време за вас. Да. Се подготувам цело време за вас. Па еве, ај првава работа што ми паѓа на памет. Вардар го снимав пред некој ден, кога се враќав, кога истуреше дожд. На враќање од Сител застанав на мостот Гоце Делчев и оттаму со камера снимав нивото и на вистина делуваше застрашувачки. Ладите како да пловеа бродовите, и беше на рап на прелевање. Да минор коритото дојде, значи да. Се исполни. Она што ме зачуди и по пат додека возе, бидејќи еве тоа е негде околу после полноќ, половина час. Улиците беа онака доста течеа потоци со вода. Поминав неколку критични точки, немаше насобрано вода. Што е разликата помеѓу оние дождови пред месец-два кои ни се случуваа, кои го парализираа Скопје, каде што на портали драматични фотографии? Што се промени во меѓувреме? Зошто? Мислам, пак исто беа интензивни дождовите. Ченко, точно е тоа дека на овие критични места, десетина кои што беа во изминатите неколку пати, да речем, во јуни имаше еднаш, па во септември, па во октомври месец, настана прекини застој на сообраќајот на овие критични места со оглед на тоа што се насобра голема количина на вода, особено на подвозниците. Иначе, за твоја информација, јас таа вечер на два пати излегов, еднаш во 11 до 11:45, вториот пат излегов некаде околу 1 до 1:30, за лично да проверам како функционира. Шубете фати на силен дожд беше, да. Не шубе, мислам дека и минатиот пат така беше, со оглед на тоа што сега немаше некои поголеми последици, така да не ја викнав екипата, сам се движев низ градов. Значи има две причини поради кои што немаше поплавување на овие критични точки. Првата и главна причина е тоа што во изминатиот период долго работевме како да ги санираме причините или да ги намалиме последиците од големиот дожд кој што ќе наваде во градот Скопје. Заедно со јавното предпријатие Водовод и канализација, заедно со нашиот сектор за урбанизам, направивме план, стратегија, направивме проекти, се објавија тендери и затоа малку подолго траеше и мислам дека малку имавме и критики во текот на месец септември или почетокот на септември, па кај сте до сега, па кога ќе почнете. Меѓутоа сакаме систематски да ја фатиме таа работа. Така да во текот на месец септември, октомври, па дел ноември, еве и се уште се работи некои делови, успеавме да направиме систем на заштита, да речеме, или намалување на последиците. Ако земете ова најкритичната точка што е под овде до Стоковната куќа мост, долу први не беа поврзани двете ленти со доле со атмосферска канализација со поголем профил. А тоа го правевте зафатот? Тоа го правевме зафатот и ако земете сега, значи со специјални ги викаат монолитен бетон, од згора ако гледате, така да не се ни чувства под движењето испод или преку тој прекоп. После тоа направивме нов атмосферски колектор од Стоковната мост до колекторот кој што почнува кај площадот Филип II Македонски, на почетокот. Значи, некаде од фи 500 или пола метар. Тоа е вториот зафат. Третиот е на почетокот на косината, кога доаѓате на најнискиот дел, водите ги зафаќавме во горниот дел. Значи, во едниот смер и во другиот смер, од едната и од другата страна. А од погоре да се зафаќа? Од погоре. Да не се остава многу вода да дојде на дното, па оттаму да има проблем. Така, зошто погоре? Од две причини. Прво, водата да не дојде долу, а да дојде во еден горен колектор, заради тоа што горниот колектор иде паралелно со големото ниво на улицата, ево овие две лентите што ги гледате, ти ода директно во Вардар. Додека ако дојде долу, ќе ве молам, само маусот малку, Јанко, се извинувам. Повели, веши ти со маусот, скромај на масата. Ние овде... На масата, на оваа маса. Значи, ние овде некаде направивме преги, и од другата страна исто направивме сливник, од оваа страна и од оваа страна. Овие колектор што го гледаш,
тој иде директно во Вардар и тој на високо ниво, значи е повисок од најдолното ниво на улицата што е овде. А на најниското ниво кој ќе се собира овде од оздола вода. Од каде иде? Водата иде од оваму. Значи Не. Каде иде таа вода? Таа вода со колектори директно во Вардар. Ние со овие слиници што ги правиме овде, ние ги ставаме директно во овој колектор. И тие се одат во Вардар. И така се растеретува доле. И така се растеретува, а доека водата што ќе дојде овде долу. Та има еден колектор овде кој што доаѓа некаде покрај ова и овде и тој колектор е со многу мал капацитет. Ние направивме уште еден од овде, значи тие од тука излегуваат во овој колектор. Значи да не доаѓа силната вода овде. И во овој колектор што е туку пред да се спушти да растеретуваме по природен пат да оди. Додека кога го отворите сега, отворете го сега пример кај Бриколаш, следното кое што беше доста вака проблематично. Збориме на булеварот Киро Глигоров. Значи ова е новина во градот Скопје, заради тоа што направивме поплечни тие сливници ги направивме. Еве го Бриколаш, овде во овој подвозник. Дозволете сам Јанко. Да, дозволете сам. Како не, со задоволство. Овде овој колектор што е долу, тој е доста низок колектор. Добро. Овде има пумпи, еве ги овде. Значи водата доаѓа тука, од оваму доаѓа од кај Фершпет, доаѓа од кај пивара, доаѓа од значи естекадата што е на автокоманда, после оде од Перо Наков целата вода доаѓа, од другите и сето тоа доаѓа тука. Има некои сливници овде кои се малку и се со мал капацитет и водата која доаѓа дел паѓа, едно 70% прошишува, значи ги поминува. Сливници добри ако има поспора вода и таа си паѓа во нив. Колку едноставно и колку логично решение. Сега овде кој ќе се собере водата со пумпите се префрла овде. Тоа се електрични пумпи, така? Да, електрични пумпи. Ги озголемивме капацитетот, меѓутоа овде има еден проблем. Овде мислам дека не е добро нацртано, не е прикажано. Или да видам ака. Овие жолти ленти, да не те бунат, овие се уствари на Google Earth што ја ги покажуваат улиците на движењата, не значи сега од овде вака, има овде вака, па по 90 степени вака, значи колектор. Колектор. Значи прво водата ќе удри овде по 90, па ќе удри овде по 90 и иде по овој колектор наваму. Не иде по овој колектор. Добро. И што направивме? Ние, значи водата не дозволивме да дојде тука, туку овде направивме на една цела лента, хоризонтално еден сливник, кој што сите води кои што доаѓаат од наваму. Онака лента широка се што тече вода, она нема шанси да ја промаши и доаѓа до овој колектор кој што е висок и без пумпи се оди наваму. Второто, што доаѓа до ваму водата, овде исто така направивме, кој што исто така овде се пресечува и доаѓа овде, вака е пресечен асфалтот и донесено во високиот колектор, да не мора со пумпи да го испумпуваме. Значи два колектора постојат, едниот е низок со електрични пумпи, другиот е високи. И сега ќе испадне водата што ќе испадне долу, доаѓа само после овие сливници од овде до овде. Што значи не може голема? Не може голема. Другиот проблем што го направивме, овде беше вака со 90 степени си одеше вака по 90 степени. Ние направивме вака да иде под една косина повеќе од 45 степени, зашто водата која ќе удри овде по 90, па треба да иде вака, значи пола се враќа назад. И вика, слушај, нема капацитет колектор таре. Како нема капацитет кој е тоа или дарка? Ова е чист инженеринг и физика, значи. Па види, јас сум машински инженер, ние имаме предмет за значи за вода и на крајот кој ќе дојдете на кај Вардар, добро, ваму на кај Мерцедес. Значи, ете го, еве го Мерцедес, извини, може би нешто. Овде колекторот бил ваков, при израѓање на Мерцедес направен е вака, па по 90. И кој ќе дојде овде, ќе удри по 90 степени, ќе се врати пола водата, пола ваму ќе оди пово и наваму. Им реков сега тоа треба малку да се направи, да биде по 45 степени со добро заоблување, водата да иде за да нема што поголема брзина, да нема враќање. За да влегува во Вардар. Да не влегува во Вардар. Да влегува што побрзо во Вардар. Тоа се двете најкритични места кои што успеавме да ги онадиме и сега ние како земете кај Стоковната мост правиме сливник за да го заштитиме новиот театар, водата што доаѓа од Самуилова да ја прифати и да ја стави во новиот колектор. Исто така од Самуилова која доаѓа покрај тврдината Кале. И на тој дел исто така.
Така. Да, значи некаде ово до оваа улицата. Значи, овие зафати ги направивте летово, со овие од септември наваму се направи. Од септември наваму се направени. Исто така направивме, бидејќи се набавивме преку јавното претпријатие водовод и канализација 5 пумпи со капацитет од 7200 литри во минута. Кога ги собравме, за да за ваша информација, која е таа ретна големина на капацитет, кога беа поплавите, кога не беа тие пумпи, ги земавме сите пумпи што ги имаме од пожарна, од водовод, од дирекцијата за заштита и спасување, кога собравме целиот нивни капацитет 12.000 литри во минута. А ние сега имаме 5 пумпи по 7.200 литри во минута, значи веќе имаме 36.000 литри во минута, значи само од новите пумпи. Градот Скопје дополнително... Тоа е пунење базен за саат време. Значи, сега дополнително градот Скопје уште 5 се направи, пола буџетиравме оваа година, пола следна година, ќе му ги дадеме на дел се дадени на противпожарната заштита не во водот, бидејќи тие директно веднаш се подготвени да реагираат. Зголемен е капацитетот ова и што е најважно, за тие пумпи немаше кои ќе ги ставиме на најниските места, пример во Козаиме на Киро Глигоров кај Бриколаш, требаше да има значи едни сливници по големи метар на метар за да можат да им се овозможи на корпите да српат. И на едната и на другата страна се направија така да и помалку вода да има, значи да не чека да има водата метро па да може да овие да функционираат, туку и да има помалку вода за да може да 30 сантима веднаш да може да реагираат. Да уклучуваат. Тие се автоматски помпи, предпоставам, како потопна. Не се, да, автоматски се тие, меѓутоа се донесуваат. Качи нивото, они се вклучуваат. Не се статични таму, тие се носат на лице место. Статична е таа што ја гледавме сега. А статична е што ја гледавме, овие што се носат на лице место. Добро се извинувам. Тие кога ќе дојде. Истото го направивме слично со тие пумпи и колектори. Зошто го направивте? Значи, дали вие, извинете што ве прекинувам, но дали е тоа веќе и проценка, стручна проценка имате дека Скопје во иднина ќе го очекуваат уште вакви врнежи. До сега ние вакви врнежи ова лето не се паметат. Мислам дека можеби 62 кога била поплавата. Прашувам јас од водовод луѓето кои се долго, значи кои што се веќе 20 години, 30, меѓу кои што слушали од претходните, не се памети, значи 30 години ваква вода во овој период од годината, волку вода за волку краток временски период. Направивме некои слични зафати на Павел Шатев, знаете ова што доаѓа Црниче горе, исто така на булевар Србија кај што пругата поминува, значи за подвозник, немаме направено кај Боца Иванов во Бутел. Така. Во Бутел, тој Бутел имаме проект, проектот е готов, ќе биде инфраструктура, проектот за основниот заградба, ќе биде готов проектот за инфраструктурниот проект. Тој е овде, за овој, така? Да. Тој е тука, само дозволи некој ако сакаш. Александар Ударевски, да. Ударевски, тука, овој дел, кој се врти за неке Бутел, овде кај кружниот тек. Тоа грешки изгледа имаат во она, тоа не е више Александар Ударевски, наму треба да е... Александар Ударевски е до овде, до Босна и Херцеговина. Дозволете само. Да. Бутел, добро е ти, вака имаш добар преглед. Значи, ова е овде. И поплавувањето е практично овде. Така, во подвозникот. Ова е Босна и Херцеговина. Така. Наму е Кемал Сейфула, од овде наму е Александар Ударевски. Ова е Боца Иванова. Еве го. Ние сега водите доаѓаат од озгора. Така. Од целиот Бутел. Така. Ние од овде некаде, веќе од Александар Ударевски, колекторот ќе биде вака, ќе оди намаму и еве Серава. Во Серава ќе ги пуштате? Во Серава ќе биде. Така. Тој ќе не кошта некаде околу 20 милиони денари, околу 300.000 евра. Ќе го објавивме тендерот, меѓутоа немавме инфраструктурен проект, бидејќи сега се сменија законите, електронски таков проект, ваков проект. Ќе биде готов проектот некаде до јануар месец, ќе го објавиме. Ние се надеваме дека во март месец... Тоа значи кога копате мора да се знае што има струја, што има телекомуникации, доле од инфраструктура, водовод. И да оставиме трага со инфраструктурен проект, кога утре некој ќе дојде, да знае што има на тоа место. И со тоа водата нема да дозволи да дојде до овде, туку целокупната вода ќе биде прифатена и ќе биде однесена наму. За информација само, ние веќе имаме ваму еден колектор, еве го овој ваму, кој што го направивме, па се до паркот во општина Чаир. Така. Тој го направиме пред неколку години, да не беше тој, немаше да ја спаси ништо живо. Така да не остана уште овој дел, и јас се надевам дека некаде до март-април ќе бидат и комплетно завршени градежните работи. И со тоа сметаме дека сме допринеле да, ако падне дожд во оваа количина,
Добро. Значи, што е важно кога падне дожд? Колкава количина во единица време ќе падне? Јасно. Значи, можеш ти да падне 50 литри за 24 часа, полека да си врне. Така. Ама 50 литри за 1 сат. За 1 сат или за 10-20 минути. Нема време земјата да го абсорбира. Така да, ова што го правиме ние, пример, ако идат 30 литри, ако паднат во рок од 1 час. Но, земјава, сега и ова со качувањево, дождот беше интензивен, ама не толку интензивен како што беа тие поројните дождови кога се поплавуваше. Овој подолго траеше. Овој и траеше подолго, не беше интензивен, а земјата е влажна веќе долго време, а подземните веќе оние Јанко, извини, се веќе полни, бунарите се полни со вода како никогаш досега. Да, подигнато е нивото на подземните води. Јанко, уште еден имаме критичен момент, тоа е континентал, се извинувам, не го коментирав. Добро. И тука не остана уште една недовршена работа. Чекај, полека да ме збрза. Еве го континентал. Ето го континент. Дозволете само. Да. Тука и кружниот тек и тука имаше тука... проблем кој рековте вие дека го наследивте уште кога претходникот ваш го правил, воопшто не беше водено сметка и тука знаеше да се поплави поприлично на овој дел. А тука проектантите вака не е крив градоначалникот, значи проектантите кои што си го проектирале, значи тој има проект, има. Добро сте осмислиле, добро. Терете си ја постапката. Така. Друго сакав да надам. Значи овој дел кај тебе тешко тоа може да помине. Па добро, малку повеќе гледам. Да. Значи, овој дел овде што е? Ние го направивме овој колектор овде, ако Так. го гледате овде по улица Беласица. Добро. Имавме проблеми имотно-правни односи, овде имаше чифлиганец, па се пазаревме, код купувавме 300 чуда и од овде направивме нов колектор атмосферски што иде директно во Вардар. Чифлиганец, а? Да не беше тоа овде во овој дел на паркингот. Беше барем коректен човек? Да, коректен, многу се работуваше. Има еден друг проблем. Ние имаме проблем сега од Континентал, еве го Континентал, до, значи од Континентал имаме до овде. Значи водата иде наваму и некаде овде е најниската точка. И тука знае да се Најниската точка е тука некаде. Так. Е сега, од овде има колектор кој што оди вака. Кој што се движам, оди овде низ Скопскиот сајм од оздола и доаѓа овде некаде. Овде некаде пред каросерија. Ние имаме колектор од овде направено до Вардар. Еве го ова. Овде вака и влегува во Вардар. Не ни е затворена оваа линија од овде до овде. Проектот е направен, ги чекаме согласностите од железница. Зошто треба ова да се направи? Ова треба зошто? Заради тоа што капацитетот на овој е многу слаб. Аха. И кој ќе настанат овие води од овде, кои ќе дојдат, не може сите да ги собере и едно. Второ, многу е слабо овие што ги имат сливниците направени се за некои мали дождови. Земате нивишњаците странично е сливникот. Така. И си шиша, водата странично не влегува. Така. Значи, даден е налог на водот, веќе го прави на голем дел, на од друга страна направи, да бидат хоризонтални, не на сливникот, туку до него. Кога поминува водата, да биде на него. Разбирам. И така да, и овој дел ќе онади, и третиот дел ние го решиме случајот на улица Финска. Улица Финска, лично сум го проектирал со ова. Каде тоа, која населба? Улица Финска е во населба Ченто. А, така. Таа беше еден крак кој што, ако падне дождови. Да и малце побрзо да... Извините, може Нема да го проблем. зумираш. Да. Значи, луѓето, дерма нема капка вода која ќе падне. Сега веќе тоа го испроектираме, тоа беше прво што го направиме. Ченто ќе модам кој е паркот таму, некаде кај Борис Трајковски што е паркот, уште може да одите. Не знам каде е паркот Борис Трајковски. Ченто само каде се. Еве го, ова е Ченто. Да, дозволете. Ова е паркот овде? Да, не. Не, тоа се новите, тоа е Мите Макојлето. Тука црквата ќе биде. Смали малку зумире го вака. Така, добро, подобро. Дозволете само ако се. Повели. Да. Ако. Значи, еве ги семафорите, еве го главниот парк што викаме во Ченто, овде ни е пазарчето, еве улица Финска. А таа е улица Финска. Еве го каналот што доаѓа од овде, а овде го викаме паркот Борис Трајковски. Ова кракче што е овде е најнискиот дел во Ченто. И водите од овде, од оваму што се висински, одат по улицата Маđари, овде свртуваат и овде овие луѓе се поплавуваат. Зошто? А овде го каналот. Има едно каналче, меѓутоа тоа е повисочко. Да, гледам, 232 метри околината, а овде е 231 значи, надморска. Од овде направивме канал, покрај, го спроведуваме во ова каналчето, од тоа каналче иде нааму.
Стручните луѓе велат, градоначелник не може, овде е многу длабоко, па ова треба да го продлабочуваме уште, па овој да го продлабочуваме од должина од 1 километар, длабоко уште 1 метар. Затоа што има висинска разлика. Направете решетки, бе, зошто му идете со цевки метар доле, решетките на 20 см, 30 и полека идете надоле. Го испроектирав во мојава канцеларија, отидоа со луѓето од водовод, си го направија без да се продлабочува, без, а па овде има и водоводни цевки кои што се пресечуваат, и луѓето првиот дожд после тоа, пред да падне дождот, овде беше полно со цистерни, со овие кои што црпат вода, зашто нема кај да оди. Се поплавува. Падна не овој дожд, оној претходниот што беше близко. Доаѓа бе, нема ништо, све си оди нормално. Сега останува уште еден проблем овде, зашто видите, ние кои сме граделе не сме мислеле на води. Овде имало канал, овде е каналче, вака одело каналчето, се до овде, дали према пазарот или наваму. Овде е направено и затворено овде. Овде и куќа има направено на него, меѓутоа среќа, која ќе правило, му остаеле цевка, и овде веќе направивме овде сливник специјално, овде сега ќе направиме малку, за да може овој дел кој што е сега критичен, да може да го спасиме. Меѓутоа, најголемиот спас ќе биде улицата Маџари, од овде, ние ќе ја прави градот Скопје, веќе ќе ја почнеме, мислам дека некаде до средината на следната година, во кој што едно од главното ќе биде атмосферскиот колектор од фи 1000, значи скоро метар, фи 800, извини, 800, значи милиметри, кој што ќе оди овде. Тоа е огромен капацитет. Па ќе оди, дозволи, па после ќе оди, мислам дека иде наваму некаде и доаѓа на овде на патот Скопје-Куманово, кај што има огромен колектор од метар и пол, кој што ги одведува водите некаде до петлята во Хиподром. Со тоа, ова овде ќе биде решено. Ова што го направивме е моментално и за количини кои што беа до сега. При поголеми количини нема да ги фати. Со правењето на овој колектор, веќе, да речам, 5 децении, значи 50 годишен проблем ќе биде решен и ќе биде надменат. Значи, покрај улицата што се прошири со 4 ленти, главно ќе биде од аспект на поплавување овој колектор. Значи, мислам дека со можеме годиниве што идат, можеме да очекуваме вакви дожливи периоди се повеќе да имаме заради климатските промени. Имавте ли такви консултации? Правиме консултации, Јанко, никој жив не може да ви каже. Значи, ради се констатации. Гледате некои амерички велат дека ќе има и такви јаки зими кои што Еве ги американци се угушија 2,5 метри снег се веќе. Некои велат овде од Европа веќе тоа нема да се случи. И минатата година вие знаете како најавува силна, друго. А имавме најтопла зима. Да, исто голем проблем беше овој каналот. Значи, пред јас да дојдам овде се ставија, во каналот се ставија цевки. Се покрита да се добие површина. И таман кога додов градоначелник на Газибова, 2006 година, за еден краток период од 20 минути, толку дожд наврна, страшно, дојде на овде, не можеше да влезе во цевките заради тоа што носеше врати, прозори, 300 чуда, се врати водата овде, по ова улица и целото ова беше поплавено. Па проценки правиме, 3 години ги обештетувавме луѓето. И рекол, вадете тоа цевките, значи, чиме канал, Господ рекол да има канал, значи ти, ако сакаш да го направиш, онда немој и да се разлие, па ќе се врати у каналот. Така, го вративме каналот, ги избетониравме, сега веќе се бетонира долу и странично, и нека си биде канал. А луѓето дали се дисциплинирани, например, да не фрлат, сваќаат ли дека им е важно? Тој е проблем, вика, вели, слушај, да ставиме цевки, вика, многу мини се смрди, па уште бетер да се покриеш, кога не бања човек да се покрие. Значи, работата е ние да биде откриено и да имат инспекцијските служби малку да фрли, да може да го видат и се реагира. Не реагират инспекцијски служби, граѓаните фрлат и ние си викаме окей, ама внатре цевката е полна со нечистоти и пак е запушена. Значи, поплавата е уште пострашна работа. Добро, така да многу се задржавме за ова. Само сакам да те прашам друга работа, ме интересира. Каква е ситуацијата? До сега немало проблем, но се јави еден гледач и говореше, знаеш, вика, кога тогаш, како и секаде што се случува, секое место доживува еден милениумски дожд, еден дожд за 1000 години. Скопје уште го нема зафатено таков и покрај поплавите. Го има во Ченто, сум го доживел 2006, прашете ги граѓаните, тоа било хорор. Хорор. Дали водно, каналите на водно кои се покриени, еве ги говоревте, и кои се сливаат покрај улица Водњанска, сега Мајка Тереза, сите овие канали, бидејќи водно пред да се пошуми, беше голет и
од него која после сите дождови Скопје се поплавуваше. Се изградија тие каналите после војната. Дали сега тие имаат и натаму доволен капацитет, дали водно со тие системи е сосема доволно Скопје да е заштитено центар? Не сме имале проблем во тие канали да речеме да влезе водата, да не може да го прими тој капацитет. Дали улиците сега веќе има улици, па по улиците доаѓа долу. Важно, не сме имале проблем по ниеден канал што доаѓа од водно. Ниту пак да речам со Осијанскиот канал. Таму има друг проблем со Осијанскиот канал кој што доаѓа од Сопиште, тоа е поради нечистотите што се фрлуваат во него. Меѓутоа, ова конкретно не сме имале досега проблем. Ни тука, ни во делот на Карпош има два. Често пати кај мене во емисија сме говореле, бидејќи тоа е моја фикс идеја, не е ваша, ја често ви го наметнувам, никој друг не го говори тоа. Тоа е една моја идеја која не знам дали ќе биде остварена за мојот живот едноставно, ама ја сонувам. А тоа е Вардар да биде мирна, длабока река низ центарот како поминува, поточно со брани да има на излезот и на влезот, за да се покачи нивото кога е, нели, реката е со понизок водостој и потопли денови, како што Љубљаница е низ главниот град на Словенија, Љубљана, и е вистинска атракција. Ми рековте, се сеќам во неколку интервју... Дури пловна е Љубљаница. Дури пловна е. А ја интересно... Господин Трајановски, ја шетав цела и дојдов до двете брани каде што е. Љубљаница е поток, не е тоа река. Они уствари во суштина ја прават да изгледа како една раскошна река, токму тие две брани. Но, вие ми кажавте, што е многу интелигентно и на многу на место, нема канализационни слив. Ако ние такво нешто направиме сега на Вардар, ќе мириса. Дали се овие колектори... Волково само дайте го према Лепенец, вливот на Лепенец. Значи... Кај беше? Канал 5. Еве го. Од овде Лепенец почнува. Да, еве го Лепенец. Малку одете ваму за да видиме на Волково, на кај Ѓорше. Еве го ваму горе. Ето. Добро. Тие немаат фекална канализација. Навистина? Се што оди со цистерни и со се си оди во Лепенец. И сега, ти правиш каскадни, значи замислата не беше одамна. Значи да направиме, заедно со Министерството за животна средина, со владата, проекти, значи заедно разглобуваме, да направиме каскадни брани, да Вардар не изгледа сиромашно со води, да се гледа долу. Да се спушта, бедно. Нели, Скопје 2014, па фонтаните, па бродовите. Барем метро и пол има до минор коридорот да биде. Добро. И на одредени, зависно од степенот... Па дури онакви има оние железни полиги што отвори, затвори брани. На нагибот кој што паѓат, имаш толку и брани на одредени должини, се пресметува. Тоа е техника, не е проблем. Меѓутоа, не треба канализацијска фекали не треба да биде. Љубљанчица, меѓутоа таму... Значи овде не е најголем проблем. Најголем е сега добро е што ова фекална канализација и градот Скопје помага некаде со 30 на милиони, последната рата ќе исплатиме во јануари. Дел помага општина Ѓорче Петров, а најголемиот дел владата преку Министерството за животна средина. И се надеваме дека следната 2015 оваа ќе биде ставена во функција, она што е изградено. Останува уште делови од мрежата да се доизградат, меѓутоа во секој случај ќе има пречистителна станица која што ќе има капацитет и сите тие други да ги прими и да ги донесе таму. Второ, ако земете во општина Сарај на пречистителна станица, пречистителна станица за фекални води. За фекални води. И таа може да се пушти тогаш што фекалните се со таков степен на преработка што може да си дојдат. Мислам, дали сваќате дека концептот на Скопје 2014, кој искрено мене многу ми се допаѓа со сите оние фонтани, некому има доста омраза за бродовите, ќе поминат генерации, луѓе ќе поинаку ќе се ги прецепираат. Стварно нели смешно изгледа кој ќе се спушти Вардар, па тие столбовите се гледа. Вака делуваше. Нели, кога најдојде сега Вардар, па делува сега и како река, делува побогато, има концепт, и, не знам, дури и врбите, дури и оние скулптурата, се некако си дојде на место кога овакво. Значи, мислам, би требало ова да ви е некој, не знам само дали ви е прескап проект, дали е неостварлив. Не е неостварлив, тој е само одложен проект додека не се направи ова. Дали тоа што не само овде, значи и во општина Сарај, ако земете вие Кондово, ако земете Сарај, ако земете Глумово, ако земете Шишево,
Све отпадни води ги тие пуштат таму веќе се прават пречистителни станици. се прават пречистителни. Значи целта е од горниот дел од влезот на Скопје да се оди надолу со пречистителните станици. Заради тоа што ние имаме колектор од Ѓорче Петров по десната страна кој ги прифаќа. Нема да идеме охридски систем. Колектор кој ќе го обиколува цело Скопје да иде да ги собира, па негдека надвор од Скопје да ги испушта фекали, туку правите ова е поевтина варијанта, пречистителна станица, па отпадните води како чисти да идат во Вардар, значи. Тоа е, видите, комбиниран системот. Веќе Скопје има еден колектор кој што Ѓорче Петров води се до препумпна станица во аеродром. Иако капацитетот од булевар Србија надолу треба да се зголеми, меѓутоа ова е делови кои што се биле надвор од градот урбанички план. Ова се нови населби, ако се имате Визбегово, Волково, Сарај не беше во рамките на градот Скопје. Тие се нови населби. Сега нив да ги ставиш во постојен колектор, први ќе биде многу, нема капацитет да ги прими, а второ да ги донесеш до тој колектор е многу скапа работа. Веќе да технологија, се надевам дека за 10 години, за 15 ќе се направат такви технологии кои што ќе бидат локални пречистителни станици кои што се прават за мали населени места. И со нови технологии. Има со една нова технологија исто така мислам дека е во Кондо една пречистителна станица која што ги пречистува дел од тие води кои што се во дел од Кондо и ги испуштаат во Вардар. Колку е потребно за одржување тоа, на пример кога е пречистителна, таа собира, нели, се собира, не знам, тиња се собира и така натаму отпад. Колку е често тоа треба да се производ што го викаат и значи скапо одржувањето и функционирањето на пречистителните станици. Его и Кумано, знаете, таму имаш потрошувачка на струја, на луѓе ангажирано, после она што е њус производ, она што ќе остане, ќе треба исто така да се најде како начинот како тоа да се неутрализира. Значи скапо е одржувањето на пречистителните станици и затоа кога ќе има пречистителна станица, во тој случај се покачува и цената на водата. Заради тоа што веќе во одржувањето треба некој да го плати. Зошто цена на водата? Па цената на водата заради тоа што друга е цената на водата ако имаш фекален колектор, друга ако немаш фекален колектор. Не разберам каква врска има. Водата ни доаѓа од Рачец. Имаме инфраструктура и пречистителната видите, само преку тоа се ги врзуваат луѓето, заради тоа што не можеш специјално да речеш посебна сметка за фекални канализации и посебна за водоводни. Значи водата што ја користиш, таа мора да оди некаде. Као оди таа, ако немаш фекален колектор, таа си оди некаде, не знам каде. Добро. Ако имаш фекален колектор, на крај си правиш пречистителна станица. Значи, вие сериозно го размислувате мојот проект кој го трубам со години, а тоа е да низ Вардар со каскади се постават и Вардар да има. Добро, фала ви што ме послушавте. Што го размислува некој. Не, драго ми е, не е важно дали мене некој ме слуша, затоа што ја ова го зборам на медиуми уште од 92 година како добро замисла многу. Да, тоа е едно одушевување кое како дете го видов таму и едноставно го посакав кај мене. И еве сега 30 години подоцна се надевам дека ќе го доживеам тоа нешто. Тоа би било фантастично. И плажите кои концепт, како плажите само ќе изгледаат тога. Тоа и чиста вода. И чиста вода, па може некој базен да стави во нели оние во Вардар како што ги гледавме во Берлин има. Во Берлин и тоа да се чудиш како, нели само градове. Меѓутоа треба степенот на водата околу базентот да биде многу чиста. Да биде почиста. Така, па не мора да биде како во базентот. Јасно, меѓутоа да има некој степен, барем од втор степен да биде. Да не биде од повисоките 3/4. Па и да видиме надпревари во риболов во центар на Скопје. Има 300 атракции може да се направат да ја смириме водата. Тогаш едноставно овие Ја бев во овие кафеани што се покрај ова градска плажа. Поевтино не сум јадел и пиел нигде у живот. Мислев дека сум во Источна Македонија во некој мало градче толку ниски цени имаат. Мене ми е жал што не заживеа тоа малку подобро. Не можеш да се правдаш, одлична ви е идејата. Ќе треба време да заживее тоа уште подобро. Сакав, значи, за ова зборевме, но веќе кога дојдовме Вардар и центарот на Скопје и го зборевме и Кеот. Господине Трајановски, Кеот, ја ова му го кажав пред 6 месеци овдека, лично на премиерот. Просто под градби. Му го кажав и на министерот Јанакиевски.
Вие сте исто така еден од најзначајните луѓе во државава, прв во градов, и ја не можам ова да го одбегнам, ама баш никако, нити имам намера. За што се работи? Имено, единствената патека велосипедска за рекреација е кеот на Вардар, и то оваа страна. Оваа страна не функционира заради X причини. Ке ви кажам зошто. Диви населби, еве овдека. Гледате како иде. Овдека е дива населба, луѓе живеат, тоа се бескуќници, струја се краде од овдека, има ризик. Значи, не можеме да ја користиме за рекреација. И што ни останува? Прекрасно ја направивме, ја осветливме. Направивме на Серава... Имате уште 5 вакви населби, каде што се горат... Таа нема, мислам, јанко друго, извини. А само оди на кај Серава, направивме мост за прв пат на Серава. Ево. Овдека, ова може да. Беше прекинато. Мост направивме на Серава, за да може да бидат. Еве, искрено да ви кажам, мене ми е шубе понекогаш, на пример, после завршување на емисија, дури зимно време, немам никаков проблем од ова, ајде да кажам, десната страна е ова на така се смета. Лева, потекот, ако одиш лева. Секој оди потекот се оди и лево или десно. Така, таа е лева. Значи, ја возам по десната. Да. Одлично е, секогаш има луѓе, па и жени, осамени, девојки трчаат, рекреираат. Тоа збори дека безбедноста е на високо ниво, довербата е. Да. И треба да се заживува тоа постепено. И сега, ја имаме ова, и што ни се случува? Ако тргнете од Карпош или од аеродром и идете на кај центар или сакате да стигнете кон аеродром или кон Карпош, доаѓате до овој дел. Доаѓате овдека кај Holiday Inn, кај мостот, и овдека се наоѓа оваа ладја која никако да се направи. Завршена е ваква каква што е, стои и еве оградата овде. Ние овдека сите сме принудени, деца, жени и така натаму, на раце кревање точаците, по ние тесни скали се создава калабалак. И потоа, една улица за која би сакали да ми кажете што ќе се прави овдека, затоа што кеот го изгубивме, овдека е со вулгарни возачи кои возат овдека да се паркираат, овдека заради потребите на оваа зграда. Но, значи, овдека, господине Трајановски, значи како да сме земале градежници, примитивци од камено доба, кои не знаат ни што е хигиена, ова е полно со отпад, ова е расфрлано, ова е неразчистено. Оваа страна и така се расчисти малце. Да, заврши градежните работи и ќе пуштиме функција. Додека овдека останува. Еко само зумирај го тоа, ако сакаш да ги кажам идејата после. И само овдека, само да докажам. Значи, се до овдека ние не можеме да пристапиме до реката Вардар, до сите овие атракции овдека. Сега нама му се продолжува со градба. И овдека може, и веќе овдека имаме уште еден нов пресек овдека. Пола Вардар е прекин, да. Пола Вардар е веќе затрупан со насојд, го градите градското тркало. Моето барање. Значи, ја дури ќе се обидам и граѓанска иницијатива со петиции од цел свет, ако треба ќе собера. Како знаете и умеете, предолго трае. 5-6 години ова веќе затворено. Нам ни треба за рекреација, бидејќи не можеме да излеземе од овде, веќе и центарот го правите овдека, центарот еве се гледа од сателитска снимка, дека овдека е веќе раскопано плоштадот. Значи не можеме, ја треба да кршам закон, се расправам со обезбедување, со велосипедот да возам од овдека, па овде да дојдам вака, па позади ова овдека за да се вратам, за да можам да продолжам со рекреацијата. Мислам дека ако вие имате способност како градежници да им кажете да го Пола Вардар да го затворат со насип, ако можеше во Охрид да се направи околу Кано едно дрвено мостче и така натаму еден бајпас, за да се помине од другата страна, да не се врти. Мислам, за вас како град, за вас како влада, за нас како држава, па мислам стварно, прво, овој јавашлук овдека една нека прекине и нека не мора да ни го чиста. Сами ние велосипедисти ќе си го исчистиме и ќе си го средиме. Само да можеме да функционираме. Предолго трае, господине Трајановски, а овдека, веќе ако се гради, ќе се направи некаков бајпас овдека, некоја горница, нешто направите, може да се направи било што. Ја го поддржувам Скопје 2014, бидејќи лично ми се допаѓа. Израсна сум во Скопје, во центар, центарско дете, и знам
колку сум се срамел од мојот центар, кога ќе отидев било каде, мислев дека така треба, додека не излегов, не ги видов другите центри. Сега е супер, ама ова е претерано. Велосипедската, рекреативната патека, вратете ни ја. Ве молам. Ако може, Јанко, само те молам. Мојата тирада заврши. Друг пат сме дискутирале малку. Да, знаеш ти дека јас извини, ама нема да пропуштам емисија, а да не го спомнам. Само малку да го вратиме зумот на помалку. Дозволи ми, кај сакаш? Само независно, мака. Со скрол, сега ради градење на овие мовчиња. Знам, тие се готови, што градење, функционираат. Дозволи, се направи оваа патека овде што е. Добро. Ова патека. И заради ова е Телеком. Телеком. Значи Телеком сега, значи при крај треба многу брзо, значи почетокот на следна година да направи улицава која што понапред постоеше од Колидин покрај зградиве. Старата таа зграда? Да, старата, и да се влегува во катната доле во подрумската гаража на Телеком. Со тоа ова улица нема да биде потребна. Уште еднаш врати. Уште еднаш врати. Од овде, од рампите, значи од рампите овде, ова е Холидин. Добро. Ова е Холидин. Овде има рампи. Добро. И таа улица? Таа улица ќе биде направена. Па нели се тука овие кафичите? Дел ти има, дел после може и од другата страна да им најме дел. Ама нема да биде убаво. Како од трговски центар на улица со автомобили? Како не со автомобили. Тоа ќе биде потребно да има со специјален режим само вие да што влегуваат во Телеком. Така е по детален план. Сега. Нели може да влезат у трговски центар доле па да се пробие нешто у подземната гаража? Така е по договорот направено кога требало да се прави ова. Нема да биде убаво, господине Трајановски. А што ќе ми кажете дека од Телеком тоа се културни луѓе, дека се тоа културни возачи? Па мене ми се сипаат како најголеми примитивци. Зошто возам велосипед, тргни се, јас со колата морам да поминам. Па со таму чади, па тоа. Но што ќе личи тоа? Тоа е по детален умнички план. Значи, ќе разговараме со нив, тоа е обрската нивна. А иначе се разгледува и можност тоа што рековте, овде испод трговски. Испод да влезат во трговски, од овдека еден контакт и пријатно. Значи, чиста работа. Овде сме дискутирале. Значи, ја ќе им фрлам клинци да ги бушат губите. Со оглед на тоа што овде има градежни работи и оваа градежна работа нааму, дискутираме и со вас, ние со една рампа ќе ја качиме велосипедската патека горе. Добро. Овде веќе ќе може да се вози. Добро. Ќе видиме овде како ќе го решиме, дали со рампи, спуштање и качување. Меѓутоа настанува овој проблем го размислувам после оној разговор што ги имавме него. Што ќе правиме заради тоа што целокупната машинерија од овде ќе оди од оваа улица. Овде ќе има мост. Добро. Овде вака ќе биде мостот и на него ќе биде програмското тркало. Уште еден мост ќе градите. Овде тоа ќе биде на мост. Не ли е поедноставно да не... Добро. Завршен е проектот, избран е изведуваш, почнуваат градените работи. Чисто за ова. Добро. Значи, ова прин од овде ќе се почне, а после од другава страна, мислам дека од подмостот ќе се доаѓа вака, на другиот дел од ова. Склучи го скај. Добро. Самиот и одреден период ради. Ние само овој дел да видам како да го премостиме. Бидејќи ова се гради овде, моментално, се надевам дека со оглед на тоа што е во градба веќе почна вториот, третиот спрат, побрзо ќе биде завршено. Значи само ова да го премостиме, како да го премостиме, со оглед на тоа што доаѓа, рековте, до половина на Вардар, што и да правиме низ Вардар, не можеме да го тераме. Значи тој дел сега како нова градба ни представува проблем. Другото, останатото е изводливо и може да се среди. Океј, еве, ќе се согласам. Овдека, дојдете до овде. Да можеме овдека барем да го свртиме, значи да не качуваме велосипеди, да не соблекуваме роши, да не се качуваме по скали, овдека да го вртиме, ова овдека бидејќи веќе е направено за ова. Тоа можеме да направиме, да. Или друга варијанта, едно монтажен мост кој би идел до другата страна, но два такви би требало, па пак да не врати негдека назад. И тоа е некоја варијанта која чисто онака. Но ме интересира кога веќе првата е добра ќе овдека вака овде да може да се направи бидејќи следното е не знам што, мислам ако веќе овдека градите мост, нема шанси овдека да се направи некој бајпас вака за ова. Но да останеме уште малце за канализација. Што се гради овде? Ова е градска куќа, така? Не, види, тоа е дел, ова беше, тоа е поранештиото што беше офицерски дом. Што ќе биде се? Тука ќе има, значи тоа ќе бидат дел ќе има резиденцијални
простори за градоначалникот на градот Скопје и за председателот на државата, значи за Ѓорѓе Иванов моментално што е. Значи државна институција ќе биде. Значи тоа ќе биде традиционални кои што ќе имат една заедничка вака соба за прием, ако доаѓаат А ќе има ли нешто за јавност, онака како простор, како што беше со офицерскиот, не знам, простор за бал, што ја знам ова на така. Не знам, таму ќе, значи тоа ќе треба да бидат приватен. Тоа значи ова што он го прави, му е услов да го направи ова. Добро. Приватен. И тоа и ова е приватен хотел, мислам дека. Ова е хотел. Да. Добро. Да. Кажете ми, зошто кој ќе доаѓам на ова, има цевки кои влегуваат во канализацијата, во канализациониот систем, кои влечат најверојатно подземни води или не знам што влечат. Од оваа град. Тоа ужасно смрди. Цела улица Македонија е во ужасна смрда. Дури, забележувам, има често пати собствениците на локалите ставаат, ги покриваат со најлон. Со најлони, за да не излегува луѓе, има гости, седат и тоа корне. Зошто се случува оваа смрдеја по улица Македонија и дали е поврзано со ова градење, со цевки, каде што пола улица е затворена, па тоа се излева. Тоа е, господин Трајански, одете видете. Тоа е... Со бил неколку пати, даден им е налог, ако веќе се приклучуваат таму, добро, им даваме согласност да ископате на пола метро длабоко и бидејќи кога става од цевката, таа е уште подлабока, можда метро, и испод земја да бидат понадени, не, они се одозгоре. И одозгоре да го асфалтираме. Не, они се значи, одозгоре. тоа е наставено на наједноставен и најпрост начин што може да биде. Така, даден е налог да се извадат цевките, ако треба во тој дел да се асфалтира, додека не се направат градежните работи во центарот на градот Скопје, за да може да нема и плочите таму кои што рипнат една на друга. Овдека е Јужниот булевар. Да. Ова е новата катна гаража. Катна гаража, Борговата коцка, ја што си ја викам, од милина, што многу ми се допаѓа, искрено. И овдека што се гради? Тука мислам дека инвеститор дека е приватен, не? Добро. Мислам дека е Кам Маркет при инвеститорите и градат некој делоен објект. Океј. Она што сум го приметил, кај сите овие градежници, што се случува? Кога они копаат, сега се во фаза на копање, на ископи. Да, камионите што излегуваат сосе ѓубрето. Видите, гледате, дури и овдека можете да ги забележите трагите од кал, бидејќи едноставно он доаѓа овдека, нормално ова е земја. Некој заврши тоа. Значи, ама не зборам само за овие. Господин Трајански. Не, за цел Скопје, не за нив, а цело Скопје. Значи, само минатата недела дадовме преку 30 казни. Камионите кои што излегуваат мора да бидат со чисти гуми и горе со покриено со царано. Фала Богу. Значи, дали тоа било, ние го кажевме Трансмет кој што работи за град Скопје на булевар Теодосиј Гологанов. Го казнивме Бајор кој што работи на кружниот тек. Значи, фирмите кои што работат за град Скопје сме ги казниле и дадаме порака. Па други на останатите јасно. Ургенции не важи. Значи, камионот мора да е чист. И нашите инспекции и инспекциите на општините. Ако не ќе на општините, нашите комунални редари 20 се пуштени во погон сите, така да само минатата недела ние имаме преку 20 казни направено такви. Баш ми е мило затоа што еве ја на мојот портал објавив една видео снимка, добро, не морам да ја прикажам сега, објавив видео снимка токму од овој дел како оние трагови и така натаму и така натаму. А и одозгора кој ќе без да го покрие како што оди прашината се оди позади тебе. Сега доколку не види има доволно проблем. А се страшни 5000 евра. Камионот може да му се продаде. Понатака го се зголемуваат. Така да, после ова... Луксузни е да си го валкаме градот. Значи, порано ајде можело, порано бил порастеретен град. Многу не има, мораме на секоја ситница да внимаваме. Мораме на секоја ситница. Јас сум дури сега за некој предлог да ви дадам, да ги сите оние што користат печки на дрва, да ги субвенционирате да купат печки на пелети. Оти помалку загадува. Скопје, ако... Знаете како, ја со велосипед, бидејќи рекреирам или доаѓам на работа, користам хируршка маска. Кога ќе сипнам маската и го намирисам воздухот, значи, бидејќи тогаш миризбата не ја чувствувам, Скопје мириса на чат. Скопје, карактеристичниот мирис, еве во парк, мириса на чат. Значи, тоа е мирисот на Скопје, тоа е загадувањето, не е само железара, не е се. Но доаѓаме и до загадувањето, но веќе кога ги спомнавме велосипедските патеки. Вие влегувате во еден голем проект, најавивте велосипедски патеки.
ќе мора да го врземе со екологија, бидејќи, нели, џабе ми е екологија, патека, ако ние треба да се угушиме. Добро ќе биде, бидејќи полека се сваќа дека еден од начините за борба против загадувањето е велосипед, но велосипед во Скопје да го возиш е ризик, освен кеот. Тоа е идеалната трансферзала за велосипед од еден до друг крај. Каде ќе правите, што ќе правите со велосипедски патеки? Значи, формиравме една група, таа си направи акционен план. Веќе има за добар дел и сообраќајни решенија. Значи, има 3 патеки кои што доаѓаат од исток према запад и 6 кои што доаѓаат од север према југ. 3 од исток запад и 6 север југ. Значи, иде од автокоманда треба да отидете до Ѓорче, добро, преку Карпош, од аеродром треба да отидете до таму и од кисела вода треба да отидете до таму. Дали е тоа по Партизанска, по Гологанов и слично. Ние веќе на Партизанска од Соборната црква па се до Рузвелтова, значи тоа е кога почнува Карпош, после граđен факултет таму, сега веќе го се реновира велосипедската патека и пешачката и ќе ставиме столпчиња. Одлично. Да не може не може више да. Значи кој сака да се кога ќе ја правите патеката? Асфалтна ќе биде, со асфалт. Фала. Знаеш што ќе бажа. Немој бекатон. Почнеме со бекатон, го извадивме. Затоа што ситен камен од бубрек вадам. Да. Немаме таква амортизација на велосипедите. Гледаме дека не постои друг можност, така да иако ќе има таму е пазарот, има проблеми. Истото тоа го правиме сега на Битпазар. Од значи Мавровка. Ајде да земеме од Битпазар наму кога доаѓате, нели има од пазарот. Не може да се вози на кај Сега, значи сега од целиот, значи од Зегин па се до Мавровка. Добро. И пешачката е широка, велосипедската е тесна, комплетно ги реновираме и ставаме столпчиња огромни од таму па се до Мавровка. Колку километри ќе правите велосипедски патеки? Па поголем број се не знам, не би можел точно да кажам, меѓутоа приоритетите веќе ги имаме. Овдака звучи околу 100 километри дека се работи. Веќе дел од нив се и направени, се земете ако земете од Кочорацин, значи овде ова кој што е кај Веро, па до новата железничка од една и од друга страна, го реконструиравме комплетно и веќе се обележени тие патеки. Ќе ги зголемувате бројот на велосипеди за изнајмување, како сте задоволни до сега, топе спреми реклами? Ние сме задоволни од изнајмувањето на велосипеди. Првите години повеќе ги чува, последните години имавме малку поголем број на злоупотребени вака велосипеди. Меѓутоа веќе дојде во еден чекор понапред. Ние одиме на електрични велосипеди. Мора градот Скопје од следната година да има станица за електрични велосипеди. Електрични велосипеди веќе ако купиме кај да има да полнеме. Да, тие ќе има кај да се полнат, ќе се изнајмуваат од градот И велоелектрични. ќе изнајмувате. Не е ризично бе, тоа е скапо. Ќе се има скапо, ќе се има начин, ќе го надиме. Не има градови. На пример еве Мадрид ако земете има на 20 места, на 20 места си земеш со картичка да има 20 места. Да, ама во Мадрид живеат мадриџани, во Скопје живеат све само не скопјани. Јанко, не види, мораме да одиме напред, не можеме менталитетот да не гуши, значи сепак има и доста има добри луѓе во градот Скопје. Многу си во право. Значи ние како град Скопје, јас се извинувам, лоша изјава беше моја, кога велам не скопјани, мислам на луѓе што не проблем дека се тие што не се од Скопје, туку оние што не се однесуваат цивилизирано и градски. Има такви, ама ние сме криви што не ги казнуваме и немаме систем на нивно санкционирање и оневозможување, па така да сликата многу не е лоша. Градот Скопје веќе има постапка. Тендер имаме ние за набавка на 5 електровелосипеди и околу 5 електромоторчиња. Администрацијата на градот Скопје не може курир сега да земе со кола од 1300 кубика низ градот разнесува писма. Разбирате? Добри се затоа овие нели велосипед, овие што се за пошта. Исто така со владата, значи разговаравме со премиерот, владата донесе одлука сите институции кои што се да си купат електрични велосипеди и електрични моторчиња за движење низ градот. Да не си иде со возило. Нема да идење со возило дода. Одлично. Одлична идеја. Исто така вие знаете дека Тесла автомобилот што беше Мерцедес што дојде. Јас ги примив лично. Добро. Значи секоја примање обрска, секој разговор е обрска, Јанко. Значи, тој е приватен човек, си купил Тесла и сега малце си... Океј, тој автомобил од $100,000. Тој вели вака, од Белград наму не може кај да го наполнам. Нема вика на 3 места кај да го наполнам, вика градачот. Предејане. Да. И сега што е направени? Ние на секоја катна гаража правиме. Владата донесе одлука
на секоја бензинска пумпа, веќе преку Министерство транспорт и врски се прави да има полначи за електроавтомобили. Има побрзо што полнат, поспоро што полнат, значи тоа се поспоро поевтините, побрзо се поскапите. Ние исто така низ градот. Значи збориме сега со Министерството да се донесе закон секоја бензинска пумпа, како што имаме ние помпи за бензин. Тоа е како што има иднината, помпа за бензин, да си донесе приклучок за електроавтомобили. Градот Скопје може ќе биде првиот што ќе го купи првиот електроавтомобил следна година. Ако не следна 2016 ќе го купиме електроавтомобил. Ќе земеш Тесла? Молам? Не, Тесла не може да земе Тесла овие што се. Инаку цената е околу 30% поголема. Значи, тој беше Тесла, автомобил. а претходно имаше комбинирани. Има комбинирани. Значи, електрично со класично. Тој не е зададено, но за изград е идеално решение. За изград е добро. Извинам, господине Трајански, мораме да идеме со првиот блок реклами, цел час веќе добро заловавме. Реклами ве молам, веднаш се враќам. Град би во текст. Еден од главните и клучни проблеми во градот е центарот на Скопје и неговата обиколница. Значи, последниот пат кога дојдовте, говоревте дека, само да повториме на брзина, требаше да планира по првобитниот план, овдека да планира, тука негдека кај од овдека да иде. Почнуваше. Од Градежен, да речеме, да, па идеше и се до комплексот банки извираше. Заради оваа зграда овдека, тоа веќе не е возможно. Рековте тогаш дека тогаш ќе се прави од овдека, овде, де факто под кеот ќе иде. Покрај целиот овој простор, под кеот ќе иде и ќе продолжи натаму. Но во последно време разбрав некои гласини дека тоа нема да се направи, бидејќи е скап проект и дека ќе се напушти за сега, а она што го планирате дека е проширување на оваа улица овдека и стварно не ми е јасно како и што ќе направите, особено што имате овдека едно тесно грло во кое се заби еден автобус двокатен. Да. Значи ова е Даме Груев. Да, Даме Груев. Добро. Тој Даме Груев почнува некаде од Партизанска, од крајот на Партизанска, еве го. Така. Иначе од Партизанска до мостот Гоце Делчев е булевар ВМРО. Ето е крајниот до звездата, намо е Даме Груев. Даме Груев е проектиран од секогаш по генерален урбанички план до градска болница. Натаму е веќе Филип II Македонски. Така. Да. Значи по генерален урбанички план и по деталните планови тоа е булевар со 4 ленти. Тоа што сега не е 4 ленти, во меѓувреме се искористува да се направат паркинзи истично, зашто граѓаните, дозволете само, значи граѓаните се си паркираат овде, на овој дел овде. Каде бе 4 ленти, господине Трајановски, стварно Си има. Значи овде има си паркираат овде. Тоа значи зградите ќе ги изгубат сите оние паркчиња, она широки, оние тротоари што се сега еден цел парк. Не, ќе им остане на нив тоа. Значи ние одбориме, значи од овде сега веќе ќе треба да се направи булевар кој што е со 4 ленти. Добро. Овде и кој ќе дојде на оваа зграда. Да. Што ќе правите? Ние веќе видите на мите мако е оваа зграда. Добро. Значи таа зграда ќе помине булеварот испод неа. Веќе ИЗИС направи првично студија направи ќе се следите зградата. При земјето и првиот спрат низ нив, значи ќе му бидат отворени. Добро. И од нив ќе поминуваат 2 ленти. Ете, тука е. 2 ленти. Да. Добро. Тука, а нагоре ќе остане. Со тоа што ИЗИС сега го прави проектот, ИЗИС го прави проектот и ќе биде, вика, статични појака него што е сега. Океј. Да. Значи, на средина ќе му остана. Чекај сега, решението. За да не го имаме како она на Трифон Костовски кај железничката станица преку Вардар. Кога искривувањето на кое заврши како најлоши сообраќајни решенија меѓу 10 во светот на Discovery. Не знам ако не сте знаеле, честитки. Сега вака ми кажувате. Овде ќе идете 4 ленти, така? Да. И овде ќе стеснувате во 2 ленти? Не, во 4 тука. И тука ќе продолжи во 4. Да. Имаме 2 во еден смер. Другите сега, значи овие сега што ги има. Кај ги гледате тие 2 во тој смер? Мене стварно не ми е јасно. Само малку зумире го, те молам. Еве го, максимално. Не, смали го, зумире го, значи во смисло на одзумирам. Да го одзумире, да. Да, дозволи само. Овдека ако еве во метри да го земам. Овдека во метри. Овој простор еве од зграда до зграда е 6-7 метри. Каде тука 4?
Јанко. Добро? Ајде. Да, Ти си попаметен од мене. Ја да потпрашувам. Не сум попаметен, туку живеам со проблемов. Да. Значи, Попаметен си за проблемов, да. Сега од овде си идат 2 ленти. Добро? Така? 2 ленти. 2 ленти идат. И Овде две мали столбот тротоарчи. на зградата што е, Да. ќе си остане. Во внатрешноста на зградата уште 2 ленти ќе правиме. И сега овие што доаѓаат од оваму, Рубин Кармен старата, значи по новите 2 ленти ќе одат, а овие сегашните што идат наваму ќе бидат во обратен правец. Овде сега катната гаража е направена за да ги приме, да ги консумира сите овие кои што имаат потреби за паркирање. Од едно, второ, огромен број на овие згради што се тука, отвараме едно прашање кое што е многу чувствително, имат огромен број доле на гаражи кои што не си ги користат како гаражи, возилата си ги ставаат горе. Така. Значи, не е само тука, на цело Скопје, значи треба гаражите се направени за коли да бидат натре, а не да бидат или напуштени. Кензо Танге ги направи за паркирање. Полесно ми е горе. Испаѓа дека вака дека градскиот зид е промашен во смисол на паркирањето. Такво е чувството. А сите они имаат подземни гаражи. А некој што си ги проектирал тогаш бил многу паметен, нормално, значи си испроектирал со паркирање долу. Дали? Ако тоа го направите, оваа улица, кажете ми како се вика? Димитрije Чуповски. Димитрije Чуповски. Дали ќе ја затворите оваа улица? Да, целта е тоа. Пешачка зона ќе ја направите? Да. Значи дозволи Јанко пешачка зона од кај треба да биде. Малку од зумирего посмали го. Чекај. Режија? Пушти еден краток джингл да се изнавикам у студио. Да, стварно радост ми дојде. Пушти джингл. Океј. Значи, Димитрije Чуповски рековте, така? Да, почнува од тука. Почнува од тука? Од Порта Македонија. Од Порта Македонија. На 11 октомври е према градска болница. И ќе биде пешачка зона. Да. Ќе биде пешачка зона до Палома Бјанка, до Даме Груев, до овде. Крстувањето со булеварот Даме Груев. Овде. Да. Добро. Да. Кај ќе идат возилата овдека? Возилата тука, значи тука мора да се остави заради тоа што има влез и излез во трговскиот центар. Не. Не разбирам. Оваа улица пред собрание ќе возат ли автомобили? Кај ќе возат до овде кај е ако стигнат? Нема понатака возат. Каде ќе идат? Ќе треба да влегуваат у трговски центар само. Трговски центар, што немаат потреба да возат. Нема да возат овдека, значи ќе се намали сообраќајот воопшто овдека. Значи нема возење. Дали оваа улица ќе биде двосмерна, оваа 4 на 4 ленти или едносмерна? Сега едносмерна. Две во една смер, две во друг смер. Значи ќе биде двосмерна. Така, булеварско решение. Сега видите, овде ќе има сигурно дека во овие згради ваму, овие тука, проблем. Ќе има начин како да доаѓаат, ќе имаат посебни режими, тие што живеат таму ќе се реши тоа со вртените жени, тоа ќе работи. Меѓутоа, важно е да речам 90%, 80% ќе се намали тоа и ќе биде добра тема 3D снимка. Да, има 3D снимка. И сега кажете ми, што е овдека во овој момент трговскиот центар не е во 3D, но овдека е зградата на Елена на Евана. На Евана, така, овдека се гради, фасадата се сменува, овдека има еден убав концепт, особено ако вака гледате низ самата порта, може и да се види споменикот Воин на конј и така натаму. Но, во овој момент, ова е улица која секој си вози, таксисти, Евана си користа, си паркира, овие дуќаџиите, жителите овдека. Има ли ова решение, бидејќи ова, сметате дека ова треба да биде проодно, веќе и овие плочки се уништени овдека? Ставим асфалт додека не завршат градежни работи. Тука видите во последно време ние асфалт ставивме. Не критикуваат некој, ама немаше друго решение, вака што, како да кажам, се друго ќе беше многу погрдо. Да. Како ќе се реши овој проблем во центарот? И овдека вака си возат коли, овдека си се паркираат. Никој не почитува ништо. Јанко, значи ние се промени законот. Плоштадите кои што се на надлежност на градот Скопје, значи во законот се даде
можност да се даде право и пристапните улици до плоштадите да бидат во надлежност на град Скопје. Не го уредуваме тоа тука, бидејќи ќе има градежни работи. На плоштадот си има градежни работи. Знаете, ќе се прави уште една зграда таму, нешто има некој плюс. Одма после ова кој ќе ми објасниш за пристапов, независно, ќе збориме за плоштадот. Значи види, ќе има градежни работи на плоштадот. Нека завршат тие, све ќе биде дефинирано со систем на стопчиња, така подземни и систем на камери кои што ден центар ќе се управуваат. Ние веќе градот Скопје има десетина чувари кои што Филип II Македонски, плоштадот Македонија, веќе тука тие оперираат и го чуваат, да речеме, од аспект на градот Скопје. Ева овде имате систем со столче кој не функционира. Откако дојде тој не е наш. Тој е системот на центар. Откако дојде градоначалникот тој не функционира. По новата одлука. Ако е Никола Вапцаров е таа улица. Ево пишува. Потпадне под градот Скопје. Ние веќе во плоштадот сега што се тука поставиме кабли за систем со столпчиња за да може да биде регулиран пристапот во градот Скопје. Зашто да има коли, зошто да има... Тоа ќе биде со посебен центар во кој што ти нема да биде зависи од човеков. Слушај до мене, пушти ме, па дај ми картица, па дај ми ова, дај ми она. Да. Така да сега дека завршат се паралелно дека се прават градежните работи, се прават и проектите за системот за соопштењата. Нова година ќе славиме на плоштад, ама подобро да не доаѓаме. Плоштад во моментов не ни имаме. Нема да биде на плоштадот. Кај ќе славите? Тоа ќе биде од пред порта Македонија према градско собрание до најблиска што ево тука. Значи бидата ќе биде пред порта Македонија и ќе биде во тој дел тука. Со тоа што сега да не го откривам вака што ќе биде за нова година, вака имаме систем тука во тој дел. Ма не се уште екипата која што работи, значи преку нашата културна институција универзална сала го подготвуваат тој концепт, така да оваа година нема да бидеме на плоштадот. Што правите на плоштадот? На плоштадот сега... Зошто е заграден, зошто година дена, нели овие непријатности, што правите? Ја зирна фотографирав. Тоа е готово. За 3 дена ќе биде за едно, тогаш би рекоа пред една недела дека скоро готови се со поставувањето на мермерни коцки. Значи овој плоштад е правен ретко каде кај што има мермерни коцки кои што се 5 на 5 сантиметри. Зошто е тоа подобро и зошто моравме да ги смениме претходните? Тоа е во систем на мозаик ќе биде, значи таков е проектот. Така да дозволете само. Значи овој дел овде што го гледате, тој е скоро готов. Добро. Со редењето на мермените плочки, коцки, овој дел овде, ова ќе биде фонтаната. Добро. Ама чекај, тоа нема да биде фонтана, туку ќе биде рамно со плочникот. Линиска ќе биде рамно, и самата ќе прскалки. Има делови кои што ќе има прскање во одредени делови од годината кога е многу топло и во одредени делови од како атракција изгледа. Како атракција тоа ќе биде најавувано и кој сака да се помине, млади луѓе, вака така малку се испрскаат и слично или да гледаат луѓе, тоа ќе биде и затоа е таа направена, мислам дека околу 15 на 15 метри направена како дел од тоа. Добро. После ова ќе се загради овој дел овде, значи вака, од овде вака, до овде вака ќе биде и полека вака ќе се заградува и ќе се менуваат плочките. И се менуваат и се прави мозаикот. Она мозаик, ја гледате таа слика што беше. Да, ми ја пративте, да, точно. Има, може да ја најдете. Зошто одлучивте да го правите ова? Дали заради плочките, дали заради естетика, дали заради квалитетот на претходните? Зошто? Тој босански камен... Прво е црн, тој привлекува многу топлина. Значи, од еден аспект. Во втор аспект, овде со мозаикот, во контекст на овој плоштад со мозаикот, ќе биде прекрасно добро, кога го видовме тој проект. И второ, оваа фонтана. Значи, се очекувам дека некаде зависно од временските услови кои што ќе бидат ова зима, зависи дали може се работи или не може се работи. Значи, некаде очекуваме мај, јуни да биде готово тоа пуштено во употреба. Дај баш. Да биде целосно, така да овој плоштадот ќе се добие. Значи, тоа ќе биде пуштено, но ќе се загради другиот дел тогаш. Да, сега вие знаете, имаат уште градба, ова ќе се гради. На другите места ќе се гради. До кога ќе се градат? Што се роковите за тие? Еве сега овде ќе ја правиме ние, не ги знам. Фасадата на Стоковна куќа? На Сити Галери ќе почнеме да градиме. Ќе почне да се прави. Фасадата? Да. Овде Адем Кочан веќе при крај ова зградата е на Адем Кочан. Тој е при крај со проектите и тој треба да почне следната година да направи фасадата и тој дел тука така да ова биде заокружено. Добро, овие две колку сега изгледа ова
Супер прекрасно изгледа со новите фасади. Ова е палатата на икономови. Така. Вие знаете кои се икономови. Икономови, тие биле во времето на турското освободение со ослободени Сурието, тој бил еден од првите стоматолози тогаш, доаѓа тука и направил палата. Во 40 и некоја година неколку браќа се, веќе едната во сектор екологија работи, значи кај мене. Да ми го масот, добро. И му ги зимат и ги раселуваат браќата и плаќаат кирија, меѓутоа не им платиле кирија во одредено време и тие враќаат со денационализација. Така. А има ли шанса веќе кога се зафаќаат овие згради на улица Македонија да веќе финишираат, да добијат некаков барем попристојна е овдека технометал, изгледа многу грдо овие згради, фасадите. Што ви е планот за центар? Вие ќе го земете или ќе го зема или ќе оставате на милост на немилост на градоначалникот на општина Центар? Јанко, дозволи само, значи ние веќе ако знаете по Никола Вапцаров 10 згради се прават фасади. Така. Во овој дел Да, тоа го видовме. 10-ката не се прави, таа веќе го склучиме договор, сега ќе почне се прави. Ова овде што е кулата од двете страни избран изведувач, се чека за да биде и од другите две страни. Ова довде веќе се прави. Еве го довде. Другава страна веќе добивме согласности, така да по цела улица Македонија ќе бидат направени фасадите и по улицата Димитрije Чуповски. Значи, што се однесува до подземната, сега за сега не можете, бидејќи е премногу скапа? Па нема подземна, која правиме ова пешачка, не ти треба подземна. Тоа значи се откажуваме дефинитивно? Да, се откажуваме, заради тоа што, вие знаете, ние покушаваме, направиме проекти, направиме 300 чуда. Добро. Ќе беше многу скапо прекинувањето на главните фекални атмосферски колектори. Помпи кои што требаше поново да дигаат, да ги дигаат фекалите и водата, така да веќе со овој случај нема да ни биде потребно. А и центарот тогаш ќе биде побрзо ќе се вози? Строгиот центар ќе биде ослободен од возила и ќе биде туристичка атракција, како што е улица Македонија, така и оваа улица ќе може да биде, ќе експлодираат од работа и кафичите, и продавниците, ќе биде многу поатрактивен центарот. Шопинг центар ќе добиеме. Добро, сега. Загадување на скоки. Уште едно, Јанко, дозволи, ние сега ќе имаме некаден проект за Филип II Македонски. Добро. И таму ќе дојдеме црквата Свети Димитрија. Добро. Да биде црква која што, како што е во Париз, Нотр Дам, да може да ја допрете, значи да нема ограда. Оградата ќе, со Дедо Стефан веќе готово, дозволете само, си земе многу често ви го преземам. Нема проблем. Значи, овде има една куќичка, мала. Добро. Ние откупивме таа и откупивме дел од земјиштето, околу 200.000 евра префрлихме на Македонската православна црква. Добро. Значи, ова ограда ќе биде симната, ќе се направи практично проширување на плоштадот, во овој дел да можете слободно да се движите и да ги допирате. А не да биде црквата заградена со ограда. Заградена, изолирана, да биде слободен пристапот. Освен овде на еден од епископите што има еден гроб, тука ќе биде ограден со специјална кована ограда, значи тоа ништо нема да пречи. Овде ќе има една улица и подупета, вака е малку, вака, направена. Овој дел од Колохаустот кој што останува хортикултурно ќе го уредуваме додека не знам што има таму планирано, така да веќе овој плоштад овде ќе си го добие поголемата. Ќе добие една поголема димензија. Тука се правеше виноскоп и така добро луѓето поминаа на овој дел овде. Целокупно овде вака беше целото. Ќе заживее овој дел. Заживеа многу овој дел. Значи кој ќе биде ова долу, ова ќе биде, значи сега видите Филип II има само вака се поминува. Видите колку е тоа тесно. Дали ги гледаш сите оние возила тука паркирани? Да. Значи гледате на што личи. Значи овде ова нема да биде, значи ова кој ќе биде направено овде е зградата на Министерството за транспорт и врски, ова е на некои си сметководители кој ќе биде направено, тоа ќе биде невозможно, а овој пристап има според деталниот урбанички план од оваа страна има овој пристап. Со подземна улица од овде некаде. Каде ќе паркираат? Кој? Сите овие возила. Овие возила нема кај што да паркираат, овде си има катна гаража, овде Каде е катната гаража? Па, нели кај не е тоа музеот на Холокаустот? Не, кај музеот овде на Чошот има катна гаража и Холокаустот има катна гаража. Ја закупуваат одредено време. Сега ќе се остане евентуално овој простор што е како паркинг нормално. Ќе остане тој простор како паркинг? Па сега ќе остане додека овој дел овде ние ќе го споиме сега да биде во една целина на овде.
Ама да нема коли тука. Да нема коли, какви коли тоа? Нели, да може да биде пешечки и да се иде на старата чаршија. Овде ќе биде невозможно овде. Добро. Кога е ова? Отприлик? Рокови? Кој ќе заврши ова сега со Добро. Министерство транспорт и врски. Проценка, шпекулираме. Овој, значи, овој тендер за Филип II, ние би требало да го објавиме, значи, деновиве за едно 10 дена. Значи, во 2015 ќе биде ова завршено. Одлично. Овдека се гради зградата на Македонската филхармонија, а овдека гледам ова подземната гаража е веќе разрушена на МНТ доле. Што ќе се прави овдека? Беше таа една огромна, практична, интересна диско МНТ беше таму и така натаму. Што е сега овдека? Таму има објекти, не сум целосно вака запознат, меѓутоа се работи според, значи важно е тука ќе има една ткатна гаража подземна за сите овие објекти што се тука околу. Така, значи гаража. Добро, тоа ми беше важно. Горе ќе биде плоштад Мајка Тереза. Така, добро. Има плоштад Мајка Тереза. И тоа некако од овдека ќе може да се функционира, да си иде навака, да земете таа колонада што е тука. Колонада, да. Тука се музите. Тука е нели мостот на уметноста, овдека е археолошкиот музеј. Најбитниот, најубавиот и најзначајниот проект на Скопје 2014. Избор за најдобра фотографија и значи немаше во конкурс во кој што не доминираше оваа зграда. Да, и со осветлувањето е сето тоа добро. Опозицијата што ви викаш. Добро бе, Коца. Извини вака, морам ти кажа. Добро бе, само кој што прави кога читам соопштенија, реакција наша на опозицијата. Мислам како да цел ден се занимавате што кажала опозицијата, па вие се да демантирате. Како, ја не знам што е таа преокупација, мислам. Иако мораме да го кажеме ставот. Ако не го кажеш ставот, ќе испадне нивната вистина, вистината на оние што го критикуваат. Ние нашите да го кажеме нашиот став, па како ќе оценат граѓаните, тоа е нивно. Имаме уште теми за вас. Ќе почне загадувањето на градот. Денеска имавме нешто прекрасно. Пред некој ден се изнаврна, тоа е едно добро чистење и денеска ветер, прв пат раат така убаво да возам велосипед и тоа по најпрометните улици да чистам, да дишам чист воздух. Тоа навистина беше ретко и пријатно доживување во Скопје, но нема да трае долго, за жал. Што правиме? Железара работи, не работи, стварно не знам. Она најмногу загадува, не го загадува центарот директно, бидејќи по својата местоположба, но затоа населба аеродром, затоа Газибаба и сите тие околни таму до Ново Лисиче и па и надоле. Но Скопје, како што ги гледав ја, ареалните и сателитските снимки, Јегуновце го загадува. Чадот од Јегуновце по котлината Вардарска доаѓа се до Скопје. Ја мислам само Тето Гостивар дека страдаат од тоа. Страда и Скопје. Океј. Страдаме од автомобилите, страдаме од печките на дрва, страдаме од користење, нели, сето тоа. Среќа државата успеа да ги гасифицира сите топлани до сега и тоа е едно огромно олеснување, но пак тие PM10 честички на мерниве станици од памет се беат. Значи, Јанко, тоа е процес кој што, за жал, во изминатиот период не е обрнато големо внимание. Од многу фактори зависи загадувањето на градот Скопје. Да го исклучиме на природната местоположба, ружа на ветрови и слично, кој што сигурно дека има влијание, меѓутоа има многу работи кои што субјективни се и кои што можеме ние да влијаеме на нив. Железара е веќе затворена. Значи, железара веќе не работи. Значи, она како што беше во рокот, значи, бидејќи ја живеам во автокоманда, веќе тоа и се чувствува. Има повеќе фактори кои што влијаат на загадувањето. Ќе почнеме на превозот, значи на сообраќајот. Градот Скопје ние сега у последниве неколку години почнавме интензивно да ги прошируваме булеварите за да можеме да направиме поголем проток, помалку застанување и слично. Да не имаш и ти лопати како ја на Киевски во кабинетот. Имаш 3 булевари. Не. Значи, копач имаш. Тоа е добро воден период. Вентили за канализација. Последниот период треба да имаме ние двунивојски раскрсници кои што нема да се застанува раскрсници, туку ќе поминуваат побрзо автомобилите. Меѓутоа, и тоа не е решение.
Решението е да имате добар јавен превоз. Да имате јавен превоз, да имаат поголемите градови, каде се неисплатливо метро. Меѓутоа да имате трамвај и да имате автобуси, доволен број на автобуси, али понатак автобуси на газ кои што ќе бидат. Да. Значи ако има доволен Господине Треневски, значи дозволи Скопје да го прекопувате со шини за трамвај. Нема да ни успее. Нема да биде решение. Јанко, Камо да можеме ние да... Значи, сакам да кажам дека треба да се остават автомобилите и да се оди со јавен превоз. Дали ќе видат... Може ли да ти дам од господинот Вучков проект кој ќе иде, кој треба да иде покрај кеот на Вардар, од населба аеродром. Па иде на кеј на Вардар. Не, све горе. Све на столбови со покриено, со соларни панели, со кои ќе се напојува и самото надземна железница, ќе иде преку Партизанска. Човекот му дадов 2 часа во мојата емисија, ќе ти испратам емисијата да му го видиш сериозен проект. Да се извадиш од памет. Плюс, кога не работи, вишокот на електрична енергија влегува во системот, ја намалува цената на електричната енергија за целиот град, за осветлување, за 300 чуда. Фантастичен проект и нема ништо на улица. Само се столбови и сето тоа виси. Фантастична работа. Значи, нема со вештачко штапче решавање на проблемот. Нема, треба малце. Значи, имаат стратегии големи градови, милионски, што се под над 10, над 15 милиони, има стратегии по 20 години кои што го решаваат сообраќајот и загадувањето во градот. Зборам од аспект на загадувањето од аспект на сообраќајот. Значи, добар јавен превоз во кој што помалку треба да возиме автомобили. Еве го Фрајбург и минатиот пат реков, ви сега и пак беше екипа, ние сме во една Има ли шанса електрични автобуси да видиме наскоро? Тролебуси оние кои што се слично. Важно да јавниот превоз кој што ги имаме, значи да не одиме со коли, ако идеме со јавниот превоз, па и тој исто така треба да биде на електричен погон или на газ да биде. Тоа е еден од големите тролебус. Ако има автомобил со автономен погон, што е проблем утре за некоја година ќе видиме и автобуси со автономен погон? Да, може, али овие тролебусите што ги имаат, го исто така го заменува тоа. Дури и сите овие автобуси кои ги имаме можеме да ги преиначиме на плин. Језда е точно дека е скапа инвестиција, тоа сигурно би било по 1000-2000 евра по автобус, ама се разгледува и тоа прашање во ЈСП дали има можност овој тип на мотори да се збират заменети. Значи едниот од големите загадувачи е токму сообраќајот. Кај нас, ви кажам во каква фаза и сите знаеме во каква фаза е. Вториот загадувач е загревањето. Значи, вие знаете дека клиничкиот центар до лани, тој се загреваше на една нафта на мазот и кој ќе почнеше со те. Живеам во близина, знам господин Треневски. Ако земете 8 септември, значи поранешна воена болница, исто така беше. Така. Топланите исто така беа. Ние училишта 2 направивме, уште 2 ќе направиме со загревање на газ. Газот веќе, градот Скопје доби приоритет, веќе тендерот е во фаза на евалуација за гасификација на Скопје. Значи, не само деловните... Ако ни дадат европјаните или ако успееме ние да не ја свиткаме кичмата и да се закачиме на Јужниот поток. Меѓутоа ние не одиме само на тоа. Значи ние веќе има комитет за здравје кој што за здравје и животна средина кој што седува секоја недела. Се прават сплет на мерки, почнувајќи од тип на загревање на домашно, од тип на гориво кој се користи, од тип на печки кои се користат, начинот на кој се купи, очистање на оджаци. Сега ќе направиме да секој ако сака да купи гориво, ако сака тој треба да иде со потврда од фирма која што е регистрирана, лиценцирана за чистење оджаци, дека му исчистен оджакот. Значи до тие ситници се оди огремни дрва збориме. Било какво оджак. Значи тој мора да има оджак, мора од некаде да доди. Значи една голема акција ќе спроведеме, еден сплет на мерки за да можеме да го фатиме овој дел. Ќе бидат вклучени градските инспектори и комуналните редари и општинските комунални инспектори редари. Со што ќе прскате по улиците? Сега, прскањето на улиците, значи оваа година само по себе ништо нема да прави, но како дел од сите овие мерки... Затоа реков нема восебно штапче, туку сплет на мерки, значи поголем број на мерки кои што ќе допринесат за намалување. Значи оваа година ќе почнеме со прскање со калциум, магнезиум, ацетат. Што хемија е? Тоа е средство кое што ќе се прска со камионите, не успеавме да ги прилагодиме значи за
овој изминатиот период камионите на комунална хигиена поради тоа што Советот за јавни набавки 2 пати ни ги одби барањата, меѓутоа сега го добивме, распишан е тендерот, меѓутоа имаме приватна фирма која што е за зимско одржување, која што веќе има некое возило за вака, за прскање со калциум магнезиум ацетат. Ние набавивме калциум магнезиум ацетат, некаде околу 7 тони веќе се складирани во ова, со испораката мислам дека треба да има некаде околу 40.000 тони. Калциум магнезиум ацетат има својство, значи да ги врзе PM10 частичките и да не дозволи поново да идат значи во атмосферава. Добро. Значи еднаш кога веќе ќе паднат долу, тие се врзуваат со нив и потоа одат во канализација. Ниту е корозивен, растворлив е, биолошки е растворлив, не е опасен по растенијата и го користат многу градови. Дали ќе ја загади реката? Нема да ја загади, затоа реков. Значи тој еколошки не е загадлив. Ние што ќе газиме по неа и го внесеме во домот колку треба да биде? Ништо нема да има последици, заради тоа што веќе го користат. И Виена го користи, и Лондон. Не, тоа што го користат тој е нивни проблем. Да. Јас сакам да знам дали постојат ризици Не по здравјето од овој. Значи според стручните лица, значи не е корозивен, не е корозивен а поготово ќе допринеси за намалувањето на место сол, ќе биде онаму кај што ќе прскаме, тоа иде до -10, столта е до -5. Овој до -10 ќе оневозможи смрздувањето на улиците. А и ние што користиме автомобили нема да бидат толку подложни на корозија. Да, нема на корозија. Само има, значи малку ќе биде со оглед на тоа што ќе ги врзува PM10 частичките. Добро. Ние правиме сообраќајен проект во кој што ќе има предупредување да се вози поспоро. Така. Да, зашто ќе биде малку полизгаво ќе биде малку, ги поддржуваме, ќе имаме специјално ставени знаци на тие улици, се прави сообраќајен проект, тој проектот ќе биде, мислам дека е скоро готов, така Добро. да тоа ќе биде искуството имало повеќе сообраќајки зголемен Не, овој аспект не сме го ни дискутирале, така да заради тоа што таму се придржуваат луѓето на тоа, таму сакаме кај нас тоа да биде, меѓутоа важно е дека ќе го почнеме и овој тип и оваа форма за намалувањето на Кога се прска? Кога планирате да почнете да прскате? Ние ќе го прскањето ќе го почнеме секој декември месец. Како ќе иде тоа? Доцна, навечер, тоа ќе треба да се остави да се фати или... Не, мислам дека зависи, сега не сме дискутирале до таа ситница. После секој дожд треба повторно да се прска? Значи, после дожд и после снегот, значи снегот кој ќе падне снегот, се чисти снегот и после се прска тој. Значи не се прска врз снегот, снегот се чисти и после поминување и чистувањето се прска со ова средство. Ако дожд падне во меѓувреме исто ќе треба да се повторно, така бидејќи водата ќе го измие. Дај Боже да падне дожд, Јанко. Дај Боже да падне дожд. Ќе го исчисти целиот град. Тој нема да има такви, па ќе чекаме кој ќе се расчисти поново да го тераме тоа. Одиме со вториот блок реклами и веднаш потоа продолжуваме со прашањата на гледачите. Има овако. Добро, драги мои, вака. Прашањата до Коце Трајановски се објавени на мојот Facebook профил, исто со шемата и со системот како правевме со министерот за транспорт и врски Милејана Киевски. Значи, еве ги до сега 50 и кусур прашања. Јасно е, повеќе од јасно, дека нема да можеме на сите да одговориме, што значи дека Делчок има работа цела недела и ќе мора да доработи на сите оние неодговорени прашања. Вака, најавена стратегија за велосипедски патеки зборевме, добро. Колку се форсира Даме Груев да се направи булевар и таа улица како Димитрија Чупевски со строг центар, според мене едно зло влегува едно во друго. Зошто не? И тоа кажавме дека ќе биде пешачка патека, така? Дека ќе ја затвориме. Не Даме Груев, туку Димитрија Чуповски. Димитрија Чуповски ќе биде. Добро. И тоа го објаснивме. Спроти градска плажа парк има дива ромска населба. Таа ви ја спомнав и ви ја покажав. Да. Палат неколку пати ги раселувавме, Јанко, значи палат гуми, тоа смрди цел кеј. Навистина непријатно, понекогаш и до овде до телевизија. Неколку пати со полиција ги имаме селено. И останува во рацете останува во рацете, значи за земјиштето на полицијата. На полицијата и тој што го има земјиштето треба да ни го пријавува и да не од него согласноста да добијаме. Чекај. Еве таа. Да. А чие е ова земјиште? Ова е нечие земјиште? Не е на градот. Не е на градот. Тоа од десна страна натаму не е. Значи во секој случај ние ќе ги интензивираме. Океј. Одиме понатаму.
Кој е надлежен да се урне оваа ромска населба депонија оформена пред салата Борис Трајковски и до кога ќе се толерира узурпацијата на земјиштето? Интересно, можете избор повеќе да кажете овде кај Борис Трајковски? Тоа е приватно земјиште. Знам дека е приватно земјиште, сега мислам дека го изчистивме тоа, тоа изчистено е сега. Добро. Дело тоа. Значи, тоа треба заедно со општина Карпош. Неколку пати ги чистиме. Беше заградено. Чие земјиште е се ова? Нели тоа требаше да биде трговски центар, па се препрода, па ништо од тоа. Сега што е таму? Уште има проблем со ова земјиште, приватно е земјиштето, треба тој да инвестира. Уште не е завршен тој центар. Уште не е завршено тоа. И за жал, значи, ние сакаме да го менуваме законот. Ние сакаме да го менуваме законот. Овие кои што имаат ваква атрактивни земјишта, се околу центарот на градот Скопје, данок не има да плаќат неколку пати повеќе на градот и на општината, па малку да се стимулира, да почне нешто или да направи или да го продаде. Да размислува да може да прави нешто, да гради. Каже. А овдека со Езерце што правиме со два Јелена, некогашната легендарна и култна кафана? Тоа е на општина центар, не го даде на град Скопје. И не знам докај се сопоставката. А со овој чирот овдека на Трифун и на... Таму веќе имаше земјиште, значи некаде околу 1500 метри квадратни, мислам дека е околу градбата и околу неа, меѓутоа дополнително од фирмата и компанијата, мислам дека беше поранешен Метропол, имаше дополнително уште 6000 метри квадратни. Ние тоа го земавме преку, значи, една постапка на управен суд, имаше жалба, ја добивме веќе на висши управен суд, значи околу него дополнително имаше уште 6000 метри квадратни. Мислам дека тие градот Скопје ќе си ги добие. Ова е останува негово земјиште? Негово си е земјиште. Ама него гради, не прави ништо. Не прави ништо, има некој застој, значи тука не е во наша надлежност. Штета. Добро, одиме со другите прашања. Кога ќе продолжи проширувањето Борис Трајковски Првомајска по целата нејзина должина со стаклара до мостот Драчево? Навистина тука направивте добро дело, добро е се, ама значи, застана таму. Проектите се готови. Веќе аплицираме во Министерството за финансии за кредитот од Светската банка, што е со поволни кредити, е тука некаде. Значи, таа е до тука негде каде доаѓа. Уште малку, да, се гледа тука. Да. До тука негде. Тука поминува. Значи кој ќе почне. Ова е веќе Охис, ако не се. Тоа е Охис, да. Значи од тука до некаде е до ваму, извини Јанко, ако може да. Некаде мислам до тука е некаде. Да. Да, е до тука, е до тоа. Значи до претходна. Значи од тука веќе проектот е до Пинтија. Докај секаде докај што држи Охис. Охис тука држи. Уште. Значи уште. Ова све е Охис? Се е Охис, огромен комплекс. Огромен комплекс. Значи до жолтата линија на крајот на Охис. Што ќе правиме со Охис? Нема никој ова да го купи, ова не може да заживе, ова е загадено. Пати владата објавуваше тендер, мислам дека уште еден се спрема со поголеми погодности. Значи, колкав е огромен вака, не ми текнало да го загледам едноставно. Колку има само овдека баш ме интересира во метри, чисто. 2 километра е објектот. Да, 2 километра. Самсунг. Значи, вака имате од Борис Трајковски... На 500 метри. Од Борис Трајковски до почетокот на Охис имате 2 километри. Да. Охис е 2 километри и уште 2 километри... И до тука ќе се гради, ќе се проширува булеварот. Да, и уште 2 километри имате од Охис до Маркова река, до мостот на Маркова река. Има ли шанса овој дел тука да се проширува овде? Проектот го правиме паралелно и за тоа, меѓутоа немаме финансиски средства сега. Јасно. Целта ние го саниравме добро тој пат. Да. Многу беше саниран. Сега кога ќе го направиме овој, ќе остане уште третата фаза. И по можност да има кружен тек тука на крајот пред мостот на Маркова река. Овде да биде кружен тек. Се направи една градба. Овде е прилично опасно. Да, бидејќи има голем сообраќај од неколку страни. А и е многу лошо вклучувањето и исклучувањето. Па, од батници особено кога доаѓаат. Како олесна кога го направивте овој во центарот на градот кај АМСМ, кај католичка црква, турбокружниот. Ама и сега овој ќе биде многу добар на крајот од Партизанска, Јанко. Единствено, не ми се допаѓа мене во него, јавно ќе кажам тоа, меѓутоа понатака ќе видиме како ќе оди. Од Ацош... Чекај, полека. Значи, ова е кружниот тек Ѓорче Петров. Вие зборите овдека правите кружен тек, така? Сега оваа улица е затворена затоа што овде правите кружен тек. Да. Добро? Дозволете само што ти е проблем? Од Ацо Шопов? Од Ацо Шопов па на десно, дозволете само. А па на десно. Да, дозволете вака. Да. Добро? Само малку извини, вака ќе ти одземам време. Вие предавам мауштетата. Значи, овој кружен тек има
Посебни ленти, ако вртите на десно овде, Добро. не мора да идете на кружниот тек. Добро. После десно си има посебна лента. Аха. Десните вртења од овде исто така има посебна лента. Добро. Десно вртење од партизанска Нацо Шопов е посебна лента. Добро. Кога идете од Нацо Шопов наваму, нема посебна лента. А ќе треба цел круг да се врти. Ќе морате да влезете, не круг, треба да влезете во кругот, а да влезете во кругот треба малку да ги причекате овие што се движат тука. Значи реално зошто? Приватно земјиште тоа што е овде. приватно земјиште, одве успеавме да се намон да му го откупиме овој дел овде што е и правевме зид висок 10 метри, широк пола метра армиран, за да може да се направи ова тука. И огромно време ни зема. Значи ни требаше уште едно 4-5 метри да имавме тука, ќе имавме исто така десното вртење да не ги чека овие во кругот. Во кругот да се влегува. Ако сакаш да направиш пресечување на улицата или ако сакаш да свртиш на лево. Од било кој смер. Од овде ако свртиш на лево, на вака треба да одиш. Десните вртења, трите десни вртења се фатени. Добро. Одиме со другите прашања на... И ова треба да го продолжиме. Имаме тука две куќи кои што треба да ги откупуваме. Овдека. Да. До овој кружен тек. Да, до овој кружен тек, да. Понатаму е Борис Сарафов, поранеш на 4 јули, има едно 2 стеснување. Најглавното стеснување е ова тука. Значи тука во еден така мал простор има едно 5 до 6 фамилии. Значи тука веќе е направени се пресметките, разговарано е со нив и тој мораме да го прошириме заради тоа што тоа е лошото стеснување кое што оневозможува да овој булевар поранеше 4 јули сега Борис Сарафов се користи во неговата. Како ова излегло овдека, тоа не ми е јасно. Испуштено од рака. Јанко, знаеш како кога настана општините кога ги изгуби ингеренциите 90-та година, изгуби инспектори, изгубија се и во тој период од 90 до 95-та година, од 90 до 2005-та се испушти работите. Да. Добро, а да ве прашам, има ли сега исто кај Хубо маркет овдека? Тука ќе направиме проектна документација, треба да се направи. Тоа е значи од булеварот Тилинден? Да. Не се иде под 90 степени за да се вклучи на партизанска да се продолжи, туку да се иде токму на оваа улица. Не, на Ацо Шопов. На Ацо Шопов да се оди, меѓутоа работата, ако сакате малку смалете го тоа да гледаме поголем кадар, да. Значи таа ќе продолжи, дозволете само да видиме кај оди таа булевар Илинден, кај оди. Значи она ќе оди покрај Лепенец ќе оди. Доаѓа тука, оди покрај Лепенец, да. Оди покрај Лепенец. А така ќе оди. И оди овде, треба да ги премости овие пруги. Аха. Значи да го премости Даме Груев, не знам сега точно во кој дел, не ме фаќате за збор сега дали таму иде, не знам. После оди покрај Лепенец, вака до заобиколницата. Нов пат, значи потполно нов пат градење. Кога би имале пари тој да го направиме и еве ова го направивме во само што додав во првиот мандат, ова го споивме со заобиколницата. Ево ова го направивме заради тоа што немаше излез на заобиколницата, луѓево нема. Цело Волково нема излез. Колку ова би коштало у Катарлиони? Сега, тоа кога би се направило, ќе се отвори еден голем можност за развој. За градби, за целиот крај, да. Од индустријски, од вакви, од такви, значи и тоа покрај леката Лепенец би било. Тоа е голем проект. Значи имам два такви кои што ми се значи исто сличен е оној што е со Кристијан Тодоровски Карпуш во Чаир. Значи во Бутел. А она што треба да иде од оваа страна покрај владата да помине па од другата страна за тоа подкале? На крајот од општина Чаир кога веќе влегуваме во Бутел, треба да излеземе на заобиколница. Само ако сакате ако може да дојдете до Бутел, значи така добро се движите оде по Цветан Димов. После доаѓа Кристијан Тодоровски Карпуш. Дозволете. Значи овде од овде некаде од Веро почнува Кристијан Тодоровски Карпуш. Ние сега проектот го променуваме, бидејќи беше со средишно зелено, така и беа правилниците, ова да го прошириме да биде булевар. 2015 најверојатно ќе почнеме градежните работи и на дел од Чаир, онаму овде баш овде кај ова, ќе треба да проширување да направиме и да се направи паркинг простор. Овој делот е кој што има најголема концентрација на луѓе и потреба. Меѓутоа, она за што го земав ова Маусов, е од овде, ако земете. Треба да се прошири овој булевар, вака, да оди се до заобиколницава.
А, така. Тоа фантастично, колку брзо ќе биде. Значи, тоа ќе биде и овде сега ова улица, ако не, значи од овде ќе има неколку вклучувања од овде. Значи, и од аспект на тоа што сега само идат преку оваа улица, значи само преку ова одат луѓево, сега ќе има алтернатива два влеза во центарот на градот Скопје, а од вториот аспект што ќе има развој. Целиот овој простор ќе почне се гради. Дали стамбени, индивидуални, мало стопанство, деловни објекти и слично, значи ќе има еден простор за градба. За жал, голем дел од земјиштето со денационализација вратено. Иако во законот строго пишува на делот кај што се булевари предвидени, ово е предвидено со ГУП уште пред 30 години, дека не смее да се враќа земјиштето. И тоа е еден парадокс кој што многу не кочи во нашиот развој. Ова ми е многу приоритет, зашто цела општина Бутел, општина Чучер Сандево, па и Чаер имаат влез и излез кон заобиколница. Дали ќе има доделување на дрвца за пошумување да, за сигурно станари? Да, ќе има сигурно, да. Изградба на подземна сообраќајница Јужен булевар. Јужниот булевар, значи. Зборуваме онамо кај Лимак што беше. Донесе го таму, да. Тоа е од Нова Македонија. А што го викате Лимак? Што е тоа? тоа? Лимак е таа компанијата која што ќе го гради. Само смали го малку ако сакаш, Јанко, за да можам да објаснам што е нашата идеја. Дозволете само. Значи, овде кај ја имате оваа дупка, во моментов ја проширувате Јордан Мјалков и ми се чини дека е во застој, дека некако застана тоа проширувањето. Малку застана и тоа што падна зидот на дело тоа. Само смали го малку за да дадам главната идеја, ако сакаш, да. Значи, градот Скопје, значи му го додели на Лимак земјиштето, она што е под булеварот. Значи, булеварот му го додели и од тука некаде, не ја фаќате точно, значи од овде, до овде некаде, значи... Ќе биде подземен. Овде ќе има еден огромен кружен тек, најголемиот кој што може да постои. Не ви сметаш? Тој тука ќе биде. Ја мислев се откажавте од него од како се изгради НЛБ Тутунска. Не. Овде ќе има кружен тек и овде ќе има кружен тек. Така. Овие два кружни тека ќе бидат, овде веќе ќе се пресели овде сега Биро за судски вештачења и овие ќе бидат поврзани на едно ниво, на исто ниво на кој што сме сега. Значи нема да сиде доле, заради тоа што доле ќе биде оваа сега, ќе излегува. Така. Имаме иденото сообраќајно решение направено. Добро. Се прави инфраструктурниот проект, после ќе се прави основниот сообраќајен проект. Идениот сообраќајен проект веќе се прави со овие. Овде ќе има и вака ќе биде. Овде ќе има 3 ленти, нели сега? Добро. Овде на кружниот тек си вртите, овде има 3 ленти на овој круг и значи овде вие ќе можете во било кој смер, значи еден огромен кружен тек со три подкружен, без запирање, без семафори. Ова ме прашува често зошто ова не е со 4, туку е со 3. Не е со 4 заради тоа што не е сама за себе, туку ова е во системот на сообраќајното решение како еден голем ринг, да речам. Јордан Мјалков и од раскрсницата горе до доле исто ќе иде 3, затоа што има тука куќи, објекти кои се ние сега градиме од овде, сега ги расчистуваме имотните односи за овде да го направиме. И ова ќе мора да се расчистат и односи заради тоа што не сме да има тесно грло. Овде ќе има сервисна улица и овде ќе има исто место за паркирање. Овде беше дупка голема, со пумп исто така се црпеше водата. Овде падна дел од тоа, се гледа тоа од зидот и во тој случај не може во тој дел да идеме до крај сервисната да ја правиме, меѓутоа ќе ги направиме тие 3 ленти, ќе ја направиме пешачката патека и тука таму да. Господинот Јанакиевски рече дека турската компанија, како ја рековте? Лимак, дека веќе плаќа пенали затоа што не почнала со инвестициите. Значи, по моите сознанија некаде дел од проектите се предадени во центар, дел од проектите треба да бидат предадени некаде во јануар. Ние правиме се, Јанко, да че овде гледа, сега вака е сообраќајот, вака оди така? Да. Кога он ќе го затвори ова, што е нормално да го гради, ќе се кружи. Што ќе правиме ние тогаш? Добро. Во тој случај ние брзаме овде по ова, овде да се уклучиме на ова. Додека не се направат овие. Инаку, ако не се направи овој спој, сите овие возила што беа ваму, ќе дојдат овде, или ќе одат ваму, па вака за во кисела вода, или ќе одат ваму на ова, во секој случај тоа ќе биде едно многу тесно грло. Што ќе биде на рамната површина овде? Дајте ми го малку се. Добро. Покажавте, свативме.
Што ќе биде сега овие дупки кај што требаше да биде порано ради се? Објекти ќе бидат. Објекти, значи во висина ќе се иде. Во висина ќе се Што оди. ќе биде на местото каде што е сега Јужниот булевар? Исто објект ќе биде горе. Ние затоа и го зема они. Нема да биде пешачки нешто Не, овде кај нема. не. Долу ќе биде значи Јужниот булевар се спушта. Да, а горе ќе горе бидат ќе све објекти. Само дозволи, не ви докажав Јужниот булевар бидејќи беше прашањето за смали го ако сакаш уште малку вака за да добијам, за да можем до турбо така, доволно. Доволно. Јанко, дозволи си, да. Значи, овде кој ќе излегува веќе нашиве сообраќајци, сообраќајни жени го прават од овде ќе биде подземно, бидејќи овде ќе биде кружниот тек ќе биде на ова ниво што го имаме сега, од овде кој ќе излегува ќе доаѓа овде. Значи, на овој кружен тек па да може да се вратите, па да се вратите назад. Ваму кој ќе излегува, исто така од овде планираме ова да биде вака да биде еден голем кружен тек да изигрува. Значи од овде кој ќе излегува да доаѓа наваму, кој ќе дојде кисела вода кај рампата. Кај рампата кој ќе дојде од овде се да не свртите наваму, тука ќе свртите ваму па ваму да одите. Ако сакате ваму да одите, ваму. Значи ова знаете, имате многу градби, иначе во принцип ова би требало се да се сруши. Добро. И да се направи еден сообраќајен чвор. Господине Трајановски, за инфраструктура премно го збориме, окей, го свативме тоа. Што ќе бидат овие објекти овде, каде велите ова нема да биде веќе? Деловни објекти ќе бидат. Објекти, како? Постои ли план, некој нацрт? Постои ли може да се види визуелно тоа? Има детален урбанички план, има визуелни планови, има се има. Они сега аплицираат за добијање градежна дозвола. Можеш нешто да ми испратиш тако да го видам чисто визуелно, постои ако? Све у центар. Што значи Мадре Голус. Не, добро, таму ќе се исполните со условите. Мора да дадат градежна дозвола. Да. И тоа ќе биде едно големо градилиште таму. Дали нови фасади за високотниците во општина Газибаба? Не е предвидено. Не е предвидено. Фасади надворот централното подрашје. Високи згради, онака доминираат на врст на зградата, многу грда фасадата. Па не е толку грда, зелени се така се вклопуваат во тој дел. Не, изронета, на тоа мислев. Во тој смисол, да. Надвозник, значи нема ништо тоа. Надвозникот детелинка во автокоманда кој се планира да се реши без семафори, принципи се надвозникот Битпазар, воедно извршите инспекција на надвозникот Битпазар, постои лоша нивелација на асфалтот во пешачката зона. Надвозникот детелинка кој се произнесе. Значи, не е сега во блиска иднина предвидено на семафорите што е автокоманда, иначе тука треба да биде на 2 нивоа, кога тоа би се направило, значи би имале ние Скопје може да го премостиме без да се застане со автомобилот. Го избришев. Еден напишал дека ќе го виде досадна емисија, пријатно ако ти е досадно, фала. Молам да одговори кога ќе биде готов ДУП, конкретно за општина Газибаба. Требаше да биде најскосно до септември, според Милена Јанекиевски. ДУП-от мисли за парк шумата Газибаба? Што ме прашуваш, читам што не можам да го разберам заради тоа што Газибаба е голема, има многу дупови. Ако се мисли на парк шумата Газибаба, сега во парламентот е законот за донесување на заштита на парк шумата Газибаба. А со генералниот урбанички план ги одредивме границите на парк шумата Газибаба и мислам дека со тоа направивме голема заштита. Дали може комунална хигиена да ги празни контейнерите во трета смена кога е порастаретено со сообраќај како секаде во светот, во кај нас во утринските часови кога сите идат на работа? Фал. Па јас знам кај мене на улица доаѓаат навечер. Па ја мислам дека ноќе доаѓаат, некаде кај што не може да стигнат доаѓаат и преку ден. Само проблемот е што граѓаните треба да се научат, тоа многу време ќе ни треба. Да не фрлаат преку ден. Да фрлаат пред да дојде возилото. А не откако ќе си замине возилото. Така. А таму пишуваме на сите контейнери пишуваме фрлете во овој период. Нема на сите, али имаше сега на новите нема. И ова нове замените со зелените, значи контейнери мислам дека е многу повака. Зошто со децени се ветува водовод Жданец и Трнодол, ништо не се презема. Водовод Жданец и Трнодол. Видите таму во тој дел, значи на Козле веќе јавното претпријатие водовод и канализација прави еден проект и Жданец и Трнодол, тоа треба да се направи една огромна, значи еден огромен зафат кој што од Партизанска до горе треба да се направи голем цевковод. Се прави проектот, многу пари се тоа и треба да се затвора финансиската конструкција за тоа. Околу двете карта мала покрај вајата, посебно навечер кога пала цувара
собрана жица за да ја истргнат изолацијата од бакарот, тој е ужас. Крада струја дулешно осветлување, оно другото кај базенот ЦЦ Бори Трејковски да се дислоцираат подитно. Да ти е страв да возиш велосипед. Тоа што го зборев и ја што го зборевме и така не. Го запишам, значи ќе го интензивираме. Ние неколку пати ги селуваме, значи ќе мораме да вака потрајно да го решиме тој проблем. До кога ќе се толерира чирот на Водњанска? Тоа е она зграда што излегува. Значи никако не можете да се го решите. Тоа и Пенов се обидуваше на времето, и другите градоначалници. Јас се обидов додека беше и Тодорович, значи дојдовме при крај со решението, со пресметките требаше да му исплатиме 200.000 евра. Ние бевме подготвени да му ги дадеме како град Скопје, со тоа што да му се даде земјиште позади. Значи напред да му се земе, зашто и тоа што и Водњанска дел не му е откупено. Него да му се земе дел од зградата, да се сруши и да му се даде маркица малку и повнатре, позади, зашто вика не ми давајте на друго место тука. И бевме при крај, и малку да му се да се даде уште еден спрат повеќе. Бевме при крај со преговорите, тука преговараше еден член од фамилијата, значи Благоја, мислам дека се викаше дали е зетот на нивни, и сега застана тука, ние неколку пати го баравме и тој не бараше нас. Треба да ги обновиме тие разговори. Во секој случај треба да се вклучи и општина Центар со Жерновски, ќе го отвориме тоа прашање поново. Добро. Како и да работите со Жерновски? Не сте на иста линија политички, но барем за овие некои работи што се во корист на граѓаните. Рековте дека ќе му помогнете за градинката да почне да ја гради, сега се фали како него проект, иако го најави тоа Тодорович и исто така во предизборната кампања за општина Центар. Сеедно, значи градинката Кочарацин ќе биде сега срушена, ќе изграден нов модерен објект таму. Вие го ослободивте од давачки. Ние го ослободивме од комунали за градинката. Так. И значи ние гледаме да не го кочиме Центар и не го кочиме и нема да го кочиме, значи градот Скопје нема да биде кочир, туку напротив, за сите идеи, за сите проекти што ги има, она што е во наша надлежност ќе му помагаме. Еве сега во понеделник ние сме со сите јавни претпријатија во општина Центар и со месни заедници. Сите јавни претпријатија 3 дена ќе работат во општина Центар на чистење, на средување, на зеленило, на комунална хигиена, значи на водовод, улици и патишта. Значи 3 дена ќе биде фокусот на градот Скопје само во општина Центар. Значи во секоја општина го направивме, остана уште општина Центар и општина Газибова. Само едно телефонско јавување. Јас се јавувам, му ветив на господинот Илија кој ми беше гостин и така натаму, од група граѓани имаше едно барање. Сите овие прашања, Илија? Добро вечер, во емисија сте. Ве слушаме со господинот Трајановски за вашата иницијатива. Повелете. Добро вечер, господин Грачевич. Да, добро вечер, Илија. На локацијата од пазарчето во аеродром. Тука има блок на згради, негде околу 6-7, кај што живеат 4000 жители. 10 пати јас разговарал. Извини, стиши го телевизорот, молим те, ќе ни се прекине врската заради хаосот што се создава твојот телевизор. Ти благодарам, продолжи. Јас неколку пати пред вас, пред премиерот и пред градоначалникот Коневски сум реагирал зашто има 5 плезови, сите се блокирани или со жардинери или сега со стопчина. Да сака да дојде пожарна, него се запали стан. Нема прилаз. На неколку пати го прашувам Борчијас, директорот на паркинг, зашто има X обележено, а таму се паркират коли. Неговите тие што служат тука вработени се, тоа не смееме ние да викнеме пајак, бидејќи тука се жители на зградите. Добро. Ако има X, тоа ми се чини да и премиерот да дојде, и председателот и вие, и Обама, и Меркел, треба да му се збегне таму. Бидејќи додека дојде пожарната, додека се викне пајак, ќе се изгуби време. Не знам дали се согласувате со мене или не. Али еден пролаз мора да има слободен, господин градоначалниче. Најдобар е тоа, кај Нале и кафаната, одмак спротив Беро, тука има слободен пролаз, тука нека има една рампа. Јас и со Благоја разговарав со главниот што е на пожарна, дај да го речеме случајот еднаш. Оти само тој пролаз може да манипулира таму скроз тие 7-8 згради, ќе се живеат 4000 жители. Благодарам.
Благодарим, Илија. Илија е и беше гостин во емисија, Да, често да, пати да, се јавува, човекот има така ентузијаста да помага за решавање на работи. Океј, ја од вас само барам дека ќе го разгледате во врска со ова, да не ве задржам, веќе заедно со градски паркинги, заедно со општина Аеродром. Да. земете веќе одмор, издишете. Значи вака, почитувани гледачи, поставивте многу прашања, прашањата стојат тука. Ќе стои ова и за време на викендот, од понеделник претпоставувам дека ќе се ангажираат веќе и службите на Коце Трајановски и ќе ви одговорат на сите ваши прашања. Тие одговори јас ќе ги постирам. Значи, ја ве молам вашите служби, нека ги прочитаат прашањата, бидејќи физички е невозможно, дури и до 2 до 3 нема да стигнеме да ги одговориме сите, навистина има доста прашања. Иако има кои не се во ваша ингеренција, но тоа и луѓето често пати ги буни дека локалните мали улички се обично под општините, додека поголемите, пошироките, главните сообраќајници се под градот. Дефинирано е со кои се наши улици и кои се нивни. Направивме една грешка при ГУП-от, дел од градските се префрлија на општински, меѓутоа го коригираме тоа со одлуки на Советот, така да ние го донесуваме на одлука на Совет на град Скопје, општините сега ги донесуваат, така да ќе ги донесеме надлежностите на улиците онака како што биле пред донесување на ГУП. И Јанко, јас ветувам дека секој од овие прашања на секој од граѓаните ќе биде одговорено од страната на службите на градот Скопје. Недела ден ќе ви биде доволно? Па, мислам дека е доволно. Добро. Значи, ако е наша надлежност, ќе кажеме што може да дали може да го направиме, кога ќе го направиме, дали не можеме, кога не е во план. Ако не е во наша надлежност, ќе кажеме не е во наша надлежност, надлежност е во тие служби. Дури и тие ќе ги предпратиме во соодветните општини, онаму кај што те решиме, ако е надлежност на општината, ќе го препратиме во соодветната општина. Ви благодарам многу за гостување. Да. Јанко, благодарам. Да. Во секое време. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Дозволете ми само да ве информирам што ќе има утре вечер, петок, бидејќи вчера гостувањето на популарниот пејач Даниел Кајмајковски предизвика голем интерес и многумина го пропуштиле бидејќи не беше најавено, беше ненадејно. Утре вечер ќе имате прилика да го слушнете ова навистина едно исцрпно него раскажување за неговиот живот, за неговата кариера. Морам да признам дека досега вака има моменти кои никогаш не сте ги знаеле. Едно убаво интервју, многу позитивни реакции и еве утре вечер ќе можете да ја погледнете репризата. А секако, нели, сега за 1-2 часа ќе оди репризата со градоначалникот Иса Бајле, како и за викендите. Ја ви благодарам на вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.